добре дојавте во 18-тата епизода Edge of the Box. Денес сме со многу интересен гостин кој патем Атанас, претходниот гостин, ни кажа дека е на наше ниво фудбалска лудост. Станува збор за најпопуларниот млад актер во Македонија, кој растури веќе на златна помамара, театар, комедија, многу работи му се случуваат и ќе му се случуваат. Среќа што го фативме денес, затоа што пред куќа кога се упознавме ми рече дека освен вечер, следна шанса ќе беше дај Боже во јуни. Не кевме да ја пропуштиме таа шанса. Добре ни дојде Тони. Добро е најдов брат. Дека до сега си правевме муавет многу ми беше више како дома сум топ. Ја починам секоја епизода. Како си шопреш? Добро, супер. Фала на прашање. Еве седам со вас и си правам муавет. Што се дешава периодов кај тебе? Што има ново? Што има следно? Периодов работиме нова представа во театар комедија, Избраниот се вика, треба да има премиера на 28 мај. И цитираме представи на репертоар и тоа е тоа. Ми кажа дека тек у 10 и 15 јуни ти се ослобода распоред, претпоставам со ова си. Да, тогаш завршуваме со репертоар фактички така доаѓа на 10 и 12 јуни и после си почнува голем одмор. Голем одмор. Ми се допаѓа. Кажи ми, пред да почнеме во фудбалски муабети, Атанас ми кажа многу интересна работа, уште кога влезе у куќа, се покажа дека многу знае фудбал поише од што се представуваш и ни рече директ. Звонете му на Тони. Ако сакате за фудбал да зборите со некој од нашиве, звони му на Тони. Кај сте се нашле вие двајца тој муабет? Па мислам дека Атанас е единиот у театар што гледа фудбал активно како што гледам ја. Што збориш? Да, мислам дека никој друг не ми текнува. Столе гледа фудбал за Реал, Мицов, ама не мислам дека не гледа толку како да кажам редовно. Атанас не гледа редовно. Јас сум пратам највише Премиер лига и немам пропуштено уtakmiца на Арсенал, не знам колку. Немам, освен ако играм представа вечерта или едноставно не знам, сум негде брат на некое место кај што не можам да најдам стрим, а сум се мачил, значи сум пробал да најдам. Не е дека, значи сум направил се за да гледам, ама едноставно не сум успеал. И Бојанова го збореш. Да. У секој зорт мора да се гледа фудбал. Дури кога пушта музика му е телефонот ставен тука. Да. Ти кога менеш костим позади. Додека трае представа, гледам да не гледам фудбал, пошто се играм. Да бе, те вади од вакова, да. Ќе ти влија? Да, брат. Мора да влие. Не можам да сега на пример на пауза имам 3 сцени и искачам и на таа пауза 10 минути го гледам фудбал, мајсторе, после нема. Не да ја гледаш, туку само резултат да видиш. Резултат увек имам позади некој ми каже, ајде, не, 3-0. Е па тоа Имам. Резултат знам, ама да гледам онака не. Не, зборам да гледаш не, туку дали резултатот Обавезно. влија? Обавезно. А Дали ми влие? Не. Ама после многу ќе се не. Или мислиш дека не ти влие? Не ми влие. Публиката да процени. Нешто тука сум уште ме држи адреналин. Да бе. Да. Иначе да гледам нема шанси. И многу мрзам, на пример, сега играм представа од 8 и Арсенал ми игра од 4 или ми игра уште сипол. Стандард, сабота, Да, нема гледање. И да, еве се у сабота игра со Њукасл, уште сипол, ами почнуваме на представа у 8, ја треба у 6 да сум у театар, да се спремам. Па може боле да е така, некако се утакмица. Ако гледам прво полувреме, гледам да не го гледам, ако гледам прво полувреме, мајсторе, и ако е лошо. Ако е лошо, да. Многу тешко. Мене од таа, ајде. Не, таму да кажам дека мене тоа ми се дешава периодов цело време. Само прво полувреме гледам, пошто второто не може да е добро после првото. Најлошо. Така да нема гледање. Кажи ми, Арсенал, како се периодов? Брат, Ние тука на подкастов сме малку убедливо. Чим сум се појавил овде, значи сум како Артета, дошол на пресконференција. Арсенал тебе, дали ќе има рен да видиме. Него ни прашавме за кој тим навија, зашто мислам дека може да ја видите оваа предобра тренерка што ја носи моментов Тони. Многу е добра, стварно. Подарок од Атанас. Немој бе. Тренерка, да. Поклон ми од Атанас. Искрено Атанас као сакам од Юнајтед некоја тренерка. Као фан на Челси би ја носел, брат, многу е добра. Ти ја там да ја поносиш. Многу е добра, многу ми се свие. Како Карагер и Гери Невил кога правеа комбинации кога си менјаа дресови, така ќе направиме со тебе. Ја кога станува збор за фудбал мерч, немам проблем да носам било што. Дрес не би облекол, ама вака тренерка нешто. Не би носел ништо друго. Ја имам Тотенхем јакничка дома. Не носам јавно само и. Па Тотенхем не ме. Да. Сега бевме на планина и како се вика и ми беше ладно и најдов една тренерка од Реал Мадрид таму, ама мора да ја облечам, значи ми беше шубе мајстор. Абе добро сега. Да не ме види некој. Ама друга држава се, друга лига се не е толку страшно или
Не ќе брат. Така све анти? Не ќе. Ја Не мислам. анти, ама па поготово Реал Мадрид, не. Па добро, ја Барселона не знам дали би облекол нешто искрено. Јас Више се би кога сме на облекол оваа тема. ако е тренерка, такво нешто. Не Дрес облекол од репрезентација, Не. на пример германците имаат добра тренерка. Нигерија извадија најдобар дрес на свет. Нигерија, така, окей. Зелено-белиот со пругички, тој би го носил ја. Мислам дека не можам да имам нешто А, против Нигерија. Атанас го имам приметено и сега ми искочи слика од Лондон, цело време носи некој многу добри Adidas парчиња. Да, Ме интересира, не го прашавме за тоа ништо. Атанас седи цело време онлайн на она на Adidas и цело време нарачува како Многу добри парчиња ми го имам приметено, ама заборив да го песнам на таа тема. Почињаме пред да влеземе Лига шампиони, се спомна Арсенал. И дека е лошо време сега да збориме на тема Арсенал. Вчера беше утакмицава, Премиер Лига малку, Сити Арсенал. Арсенал ја изгубија и сега е не е уште пата, ама ќе биде ако се ја добијат со Барнли утакмицата. Па да, нив им е заостанатата со Кристал Палас. Палас Али им, да, да. сега со Барнли таму која е у среда, Да, у ќе среда. бидат малце ќе се изедначат како на 5-6 дена и после доаѓа Па кол, да, ама кој ќе ги Арсенал јакнат игра. 5-0 гол разлика. А ќе ги јакнат. А ќе ги Кој јакнат. што Вокер ќе им пушти 33 гола по Леле Уокер го заборев дека. Да. И али ќе биде, види, Сити има нема толку лесен распоред до крај. Као треба да игра со Евертон, што не се слаб. Евертон се слаб топ тим. година. Да, игра со Бурнемаут, што видовме што се деси со Арсенал. Да, Бормут се добри. Добри Да, се. игра Ама с- дома ја играат Сити таа. Не сум сигурен. У не среде знам, у можда. гости, управо си. Со Брентфорд игра дома, Брентфорд е исто гаден тим. Да. На подкастот Не, колку се зборени Брентфорд. потежок- игра добро. потежок Арсенал распоред. игра. Потежок распоред имаат Сити, Потежок има, да. ама се у налет па не се играат налет Лига шампиони класика. и не играат Лига шампиони и Гвардиола сега кажа времето е добро, сончево е, расположени сме. Да. Нема. Као- Дали има надеж за Премиер Лига? Ај таму па после се пребацуваме. Брат, нормално дека има надеж, освојуваме годинава, што тие не се даваме. Освојуваме Еве го слушнавте сите Арсенал фанови што сте скептични после неделава. Да, Арсенал осваја Премиер Лига 2025-26 година. Така е. Тони Денковски confirmed. Така е. Нема предавање дојавме Here we до go, овде. јаме. Идеме бе Live. на гол разлика, на гол разлика. Тоа ќе биде Арсенал не прича. губи. Јас Многу сакам добро гол ќе разлика. биде. Тоа ми е Не, ја поише сакам со еден бот. Барем еден бот плюс, да не биде, ја освоивте на сите се против Арсенал, мајсторе, свеќе на да кажат нешто. Ти си чул некој да еве Ама ти ми рече дека- има причина, брат. Има причина. Зошто? Ја таа Многу ме причина ја интересира зборам причина. секој подкаст, Многу почнува ме ќе ми искочи на TikTok видео, брат. Ќе праша Ама некој ти фан, ги пратиш. ќе праша некој фан Арсенал, Сака е боле од сака Пеле. или Меси, брат, сака вика, сега. Па да, брат, боље е за тоа. Значи оние има таа болест патано, брат. Брат, Не, нема везе. Некој имаше, тоа е најубав ми го кажав на Виджа. Енуанери или current Меси, Енуанери го Не, играа, ама тоа е брат. глупост, ваljda, глупост, брат, се Rage заебаваат, bait, ваljda. rage bait. Да, за кликови и за вакво, пошто им е интересно. И Артета со сиелиците, со I'm on fire, со такви работи. Ама знаеш зашо, пошто не е тренер на твој клуб, лесни иначе се знаеш замразени, кој ќе брат. го сакаш, брат. Ево го Тоа е поштам. муабетот. Ова го поштам, јас се согласувам со тоа. Не знам, пример, Гвардиола е универзално кул. Не. И Според мене. Зависи, Според Байерн мене. Мюнхен Гвардиола беше порок, брат. Мене ми е универзално кул тој човек. Артета ми е малце така кринч. Не мислам дека е лош инаку, мислам дека е добар, ама ми е кринч. Лесен ми е за мразење. Ти викам, затоа што не е, тоа е, знаеш каков играчот сега као Бруно Гимараеш, на пример. Добро. Никој не го сака, ама навијачите на Њукасл тврдам дека го ќумрат сакаат за него, многу. да. Иначе не знам сега, може мене ми е многу антипатичен мајсторе. Има многу квалитети у тие ноџиња. Да, лудак. Не. Лудак е, нема Да, збор. добар. Зборам Без како, знаеш како Да, Да, бе, не ти е омилен играч. Исто, не. Бруно Да. Фернандес за други. Исто. Да, Ја Панчево на Бруно многу. Фернандес му давам златна лопта годинава, ако можат мене да ме прашаат, ама другите ќе речат, ваков е, таков е, не е само лупа. Скроз. Го почнавме на тераса муабетов за Дауман. Сакам сега тука пред камера да правиме муабет. На страна Енуанери боле од Меси или Да, бе, Сака да. боле од Пеле. Дауман е таму. Да. Не, јас само знаеш како увек сум малце предпазлив со такви играчи и не се летам, затоа што Арсенал имал многу такви играчи до сега и за Вилчир беше ист муабетот. Леле стварно. И исто беше и он имаше стварно многу беше и талентиран и се, ама почнаа повреди едно друго и многу почна како се вика вајда, ама мислам дека е сега друг тип на во друг тип на тим се наоѓа сега Дауман, кај што има многу квалитетни играчи што играат прва и втора постава, па не мора да го горат, кога беше Вилшир немаше и кој да игра. Као
беше еден тим кај што мораше цело време да игра фудбал. Па да, тоа ти го спомнав и на тераса за Пол Сколс што коментираше на тема Дауман за да отиде на светско. Он го спомна истото, овие Карагер, Марагер правеа причи. Абе као 16 години има зашо би го изгорел ти толку да Волкот го изгореа исто. Не, он вика, чекај, чим Јамал може шпанциве да го пуштат на 16 години и сега видео каков ѕвере Јамал. Значи да не правиме стварно е може болесник. И на 16 години ти детево да го пуштиш, ја не викам он да ти игра 40 утакмици по сезона. Да, ама пушти го нека собере искуство, нека види како е. Прва постава. Прва цело време го ставил. Пред Сака, пред Фоден, пред сите. Апсолутно. Не ти зборам секоја утакмица. Ама еве, Бормут ќе ги земам за пример. Бормут се многу експлозивна екипа, ако осетат оној Рајан бразилецот што го зема, стварно осетат дека имаат фудбал и играат. Малиот уште ја нема видено таа шанса. Да му даеш една утакмица, онда ја диригира. Знаеш што ќе му направи на тоа, на само доерва на такво. Не бе, многу е добар, се слагам. Треба му се даде поише шанса, ама мислам дека има време за него. Мислам дека не треба. Што знам, бе, појма немам. Сега да не се правам. Сакам да кажам дека мислам дека искрено тоа време кај што младинците треба да ги играш само по 5-10 минути на утакмица за да осетат фудбал. Некоја утакмица, факуп, Карлин куп. Ама го игра цело време го игра. Го игра прва, ЕФА куп играше цело време прва и Карлинг игра. Не, две утакмици му игра, но прва сена се мислам дека се зума. Устварите сум па добро, ама има среќа игра со Мансфилд, со послаби екипи кај што влагаше. Колку години има? Прва утакмица 16 и тоа сега напуни скоро иначе. Добро веќе игра. До година треба веќе да игра. И ја не мислам дека треба да игра по 5-6 минути. 16 е младо и Јамал не играше цело време. Ај, не збори глупости, 90 минути играше, брат. 90. Добро, ама Јамал е, брат. Друга прича според мене. Не. Али се слагам дека и да го изгориш, брат, боја да има 10 сезони добри како млад играч, него да му проде шансата пошто не игра. Според мене. Пошто и на многу играчи има продена шансата пошто ги играле по 5-6 минути. И вајда кај некои играчи кога е млад му е полесно да игра, поише жарима, нема толку страв, пошто да го си постара толку поише страв, имаш anxiety, да. За Јамал тоа го зборя, тој се понаша уште како да е во академија. Да, го гледам детево го става. Да, 15 години има, не се замара дали карчи него е, не знам, Джоелингтон или трча контра него, брат. Иста прича мислам дека е детево. Не викам сега апсурд, гледа ќе ме стават на колеца кој речам дека е на Јамал ниво, ама мислам дека во Англија ваков талент. Нема, па не, и тој тип на играч нема, да. Апсолутно нема. Ја до година, не дај Боже Арсенал без титула да заврши сезона, зашто стварно заслужуваат барем една титула, да не падне морал, да не си отидат играчи. До година Дауман 10 до 15 утакмици инсистирам Артета да игра. Па сигурно. Јас знаеш како увек си викам дека има брат таму цел тим што работат, као од физиоз до дата до и сигурно пратат и знаат кој точен момент да ги стават у игра, кога да го повлече. Пошто не знам дали прочитавте дека као нека утакмица не може да ја игра затоа што наредниот ден прави тест. Да, и мора да учи. Као знаеш, мора и такви работи да пратат. Сигурно не е. Ти си вработен у Арсенал FC. Да. Тука летаат милиарди у воздух и ти викаат абе детево не можеш да го анализираш утакмица зашто утре има тест хемија. Да. Заборај. Да. И тоа па и со Јамал имаш и со Јамал мислам дека имаше, не знам која држава беше, дали на европско или кај беше, мораше да го извадат пред некоја минута, пошто не сме после 11 да игра фудбал. После 11 малолетен не сме да бира надвор. Да бе, така беше. Со татко му и не дома. Не сме да работи. Да. Преако. Кажи ми прошлава недела дали фати нешто Лига шампиони? Фати, гледав. Мислам, ја пропуштив најинтересната утакмица. Многу добро коло беше, брат. Леле ти си од тие? И па што да правам, брат, Арсенал ми игра како фане, брат. Абе земи телефон и имам. Дали мислиш дека ако пуштам на телефон тебе ти се обраќа? И на тебе. Како можеш, абе им звонам на луѓе им викам абе за Арсенал навијате, ама пуштете Реал Михен. Ти дали мислиш дека ќе ѕиркам? Значи не, како да ти кажам, нема да ձиркам што се дешава овде. Како ми е гајле, брат. Ала ти е на концентрацијата 90 минути да можеш да го гледаш тоа, брат. Катастрофа е, бе, умрев од досада, вака се превртува. Зидов, брат, ќе го гледаме, брат. Умрев од досада, ама нема шанси ме натераш да гледам нешто друго дека игра Арсенал. Фермува бе тоа. Јас сум исто со Челси. Пробуваат луѓе да ми стават друго такмица, немаш. Не. Или кога губиме 10-0, брат, ќе гледам. Или кога гледам фудбал да разговарам со некој, како муабети да си правиме лабави, па за утакмицата. За утакмицата може, за ова сега што го гледаме, да. Така.
Иначе за претходното коло не, ова сега го гледам и тоа е тоа. Поштојам. Ајде идеме по редослед, затоа што сепак Лига шампиони е актуелната тема во моментов. Прва утакмица на ред беше ПСЖ Ливерпул, мислам дека. Да. Таа беше у вторник, не ти Да. ти се мешаше со твоја мангопи. Не ми се мешаше, да. Ја гледаше. Ја гледав, да. Добро изигра Ливерпул, бе. Не Добро изигра. игра, топ. Да, добро изигра, ама мислам дека се у некоја криза сезонава, поима немам што им се дешава. Знам што им се дешава. Претходната година претпоставувам според мене дека вакво како се вика остана на клоп тимот, тој не купи ништо, оние више си ја имаа хемијата и му дада многу пари, купи многу квалитетни играчи, значи индивидуално ги гледаш ти. Многу страшни. Кој би рекол дека Вирц нема да има добра сезона, дека Исак ќе нема да има добра сезона. Ова може да е тема на дискусија. Може, не викам дека е лоша, ама не е на нивото на кое што го гледавме, така. На папир кога ги купи играчи, сите викаа Ливерпул ќе биде оверкил, ќе земат све. И први 5-6 кола тепа Арсенал, да, и викаш ова нема назад. Тоа е тоа. Тенко ги тепаат тие утакмици. Тенко ги тепа 1-0, 2-1. Не ќе да звучам пошто ме нервира стално. Тие од старт нели распали. Да, уште не беше доен Исак, па викавме тек кога ќе Исак што ќе се деша. Да, па кога се спојат двајцата, да. Нешто се деси дали падна. Дали Собослај дека играше нешто десен бек многу долго време, па им фалеше у средина. Немаат креативност. Абе види тренд, он да игра у средина е многу покорисен реално. Десетка му лежи, ама он играше и бек, играше и све играше. Играше све нешто, ама он им е најбољи играч од тим. Апсолутно, брат, апсолутно. За Трент имаше многу малоти дека не е добар дефанзивец овоно, ама мислам дека фали многу креативноста на Трент, пошто напред е многу добар. Пошто не промашува топка кај Сака. 15 асистенции у сезона имаше. Да. Така да фали многу тоа и видовме сега со Реал. Многу добро изигра со Байерн Трент според мене. Не многу е добар играч, не можеш да речеш дека не е квалитетен. Може има дефанзивна дупка, ама квалитетен играч. Ама има па многу квалитети што другите бекови ги немаат. Така да мислам дека им фали и тоа, промена на тим, ама транзиција име, да, сега гледаш и Ван Дајк е више стар, треба се. Читав дека ќе му продолжуваат на Арне Слот договор, изгледа дека не е аут. Па добро, Ливерпул се луди малце, мислам, они не менјаат така лесно тренери. Ама Чаби Алонсо ти е на пазар. Да. Ама може и да му се љутат малце, пошто сака да го земат пред Слот, па он чека и уште една сезона, па отиде у Реал. Да, и тоа се усре Ливерпул се малце такви, они си се мајчини. Мене Слот не ми е за менјање. Мислиш? Не ми е за мене. Ја па некако сум убеден дека треба. Не знам. И тоа го почнав преска, неќам да звучам така како пошто и сега ме нервираат како не заслужува Арсенал да е прва, бе да е лесно и друг ќе биде прво, ама на пример лани кога освоја титулата Ливерпул, не знам дали гледав утакмица кај што изиграа Огин. Ја ова го зборев исто ово, брат. Не знам, може мое гледиште, ама не знам бе некако, а? Знаеш која е разликата? Според мене. Видија сезона, видија прошлата сезона. Играш фантази? Не, ми го расипува гледањето фудбал. Не битно, тоа е фер. Ама еве од фантази перспектива ќе ти направам муавет, тие што играа лани фантази годинава. Сала секој кол лани имаше, гол, асистенција. Да. Секој кол можно. Ме разбираш кога тоа без преседан. И сега годинава Сала вика, окей, имам 34 години, потоа чекај малце. И он ти нема веќе таква продуктивност како што имал лани. Да. И Ливерпул паѓа. Да. Ја сега ќе речам прв Манчестер Юнайтед фан, шиткај го Сала у Сауди, Арно ама, чим он ти нема бројки, чим Трент го немаш, мене ми е јасно џабе ти Виц, џабе ти Керкес, џабе ти Добро, Фрипо. да рачуне цела десна страна што била претхода. Не има промен Ливерпул, ја би му дал уште малку шанса на Слот, не мислам дека е толку лош. Од друга страна ќе играат Лига шампиони најверојатно пак, што е многу добро, а тука налетаа на ПСЖ што е топ 2 фаворити за освајање на Лига шампиони. Да. Така да не е толку лоша ситуацијата, само што очекувавме да бидат контендер за титула, не се, ама има и повреди, некој и се го нема ни видено. Да, проблеми со Жота ситуацијата се деси, брат, луѓе се сигурно не е едноставно. Промена на тим цел. Тоа го заборавам, да. Тоа е глупост невидена. Ајде да ги спомнавме французиве, затоа што реално се рама тешка, ПСЖ. ПСЖ се врх. Лани, знаеш колку се нервира Арсенал ПСЖ. Па кај да не се нервира. Да, многу добар. Овој Луис Енрике доктор. Стварно. Он може со Гвардиола еден од топ 2 тренери у моментот. Еве ти уште една тема што ја зачнав пред неколку дена со другари. Мене ме фрустрира фактот дека Луис Енрике никој не го гледа како
Гвардиола, Муриньо, Клоп kind of guy. Разбираш? И мене ме нервира треба. искрено да видам ред. Како треба види во фудбалов попче, што го даде дресот Англија пред некоја епизода, го кажа ова. По доминантно освајање Лига шампиони од тоа лани го немаат ни Барса направено во 2011. Тоа беше болесно. Они беа 24ти на табела, влегува во бараж и не изгубија ништо. Да. Годинава го прават истото. Реално Ливерпул, алал да им што се држа во прво полувреме. Апсолутно. И не, многу добар тим има ПСЖ, ама и овој, мислам и претходно имал добар тим ПСЖ, па ништо не прави. Енрике е будала. Енрике е звер. Многу Кој ти пошто. остава впечаток највише од таа екипа? Кварацкелија, Витиња, мислам дека им е многу битен исто. Брат, многу им. Витиња се повредил бе. Преска прочита. Се повредил. Да, паника е у ПСЖ. Мене Витиња ми е најбитен од таа средина. Па така, и ја мислам дека е најбитен. Сега Не, ќе им не, треба не. многу што со Бајер нема да игра, сега да ми кажеш. Не го прочитав тоа, само прочитав дека паника у табори затоа што Витиња некој она негл. Као нешто. Да бе, да, ај па не, ништо ќе му пројде за 2-3 недели вајде, ако е нигл. Нема. Да, ако нема, ќе биде проблем. Мене ми е друга паника, јас сум за Португал на светско. Мене мора А затоа ти, да, мора ми. Бруно Фернандес, секој си за Португалија? Кики Роналдо, све е Манчестер, све е кикацот. Да, Бруно си го обожавам, а Роналдо е инспирација. Да. Знам брат ми навија за Манчестер. 7 години е постар од мене и уствари ја ради него и гледам фудбал. Пошто ја као второ дете секогаш идеш од Динат, нормално нема да навивам за клубот, брат ми што навивам за некој друг. Па се требал за Ливерпул да навиеш. Не знаеш зашто навивам за Арсенал. Он е 7 години постар од мене и играме у ходник, имавме еден долг ходник и играме фудбал. Он ми шутира, ја му шутирам. Добро. Ја не, он прати фудбал, ја не пратам, имам 6 години да речеме. И за кој навијаш ти за Юнајтед, знам, добро. Има некој што се вика Тони, има. Кој? Тони Адамс, кај игра во Арсенал. Леле Тони Адамс. И за мене тоа, знаеш што мисли да си Тони Адамс Арсенал, готово. Ја од тогаш немам пропуштена утакмица. Јас сакам да ти дам рука, сега ќе ти ја раскажам прошто на Атанас му го кажав. Знаеш зашо ја навијам за Юнајтед? 2004-та Ради Виктор Линделов. Се Не. заебавам. 2004-та европско Бекам дава гол од слободен. И ја на татко му викам: "Тато, кој е овој фудбалер? Каков гол? Кај игра?" И татко ми вика: "Игра во Манчестер Юнајтед." И јас црква после тој момент. Јас на стари години сватив дека Бекам веќе година и пол бил у Реал Мадрид. Леле, он те излажал за сега да се испашташ. Појма, бато, ми рекол: "У Манчестер игра." Крај. Да ти рекол за Реал, сега ќе имаше 15 титули. Ги гледаш, брат? Ама до толку. Еве истиот момент како тебе. Еден збор. Абе, Кај ама игра е. овој? У Манчестер. И еве го, тој дрес. Јас си Мислам викам, дека- крај на муа бе. Нема везе брат. Машки како одлучува да навиваат за екипа е, брат. Абе ти за Не Челси победил. зашо навиеш, никад те немам Те- прашано. Брат, и мојата прича е многу јака да се навивам за Челси. Ја кога бев мал знаев 3 играчи, брат. Шевченко, Роналдиньо и колку бе? Шевченко и Кака? Роналдиньо. Не, Шевченко и Роналдиньо. Не знаев ниен друг. Роналдиньо знаев дека игра за Бразил, не знаев дека игра за Барса. Бразил е репрезентација, брат. Читам у вестник кај баба ми, брат. Шевченко потпиша за Челси. Толку. Јас сум као, Крај. еве екипа. Крај. Еве една екипа. Прејако. Значи, Прејако. еве, ова нека знаат луѓе како се одлучуваме да навијаме за клубови. Тони затоа што му терали на една брат му. И Кире ради затоа Тони што- Адамс. Да, или и Тони Адамс, Кире прв пат у живот вестник фател, а татко ми ми излажан. И тоа, брат. И се погоди баш после 3-4 дена од кога одлучив да навијам за Челси, у аеродром кој живеев доле у мало, деца зборат за кој навиеш и 2 деца кажаа за Челси. И набројуваат играчи. И викаат Чех, Дрогба, ја викам Шевченко. Лампард, Тери, ја викам и Шевченко. Еден играч. на Муамед. Сега се седам со брат ми пред некој ден, си збориме за што се дешава со Арсенал, викам, ја толку живци губам последниве. Мислам ја од кога знам губам живци, последна титула е 2004-та. И тоа Тогаш- е добрата титула of all time. Да, тогаш сум имал 12 години и ти од 12 години до сега ја чекам да освојам титула, брат. И се дешава ерата на Венгер кај што игра многу убав фудбал, ама Прекрасно. доаѓа Лига шампионите акаат по 5-1, па наредната пак 5-1. Ти супер играј, супер фудбал. Да, да. Ама те тепаат сите. И му викам толку живци изгубив кога на оние риловина да се гледам од страна од некој друг универзум као дете, кога сум одлучил да навијам за Арсенал, би немој. да, Интерстелар она. Интерстелар, да, е тоа. Немој. Е тоа.
Не, јас за Юнайтед не сум толку тажен, јас за ние, како кажувам ова, како да кузна колку време газеле, ја почнав 2004 за Юнайтед, до 2011 беше топ. Да. Ама врв. После тоа, бато... Да. Лига Европа кога освоја со Мориньо, бев као, леле, од ова боле не може. И стварно испадна така. Така изгледа. Нели Мориньо вика стално најголем успех ми е второто Юнайтед и после искочи стварно дека е така. Да. Причата смешна е дека Аморим да го избркаа порано Юнайтед ќе освоја титула година. И па немаме чуди искрено. Ја бев на почеток дека треба да остане Аморим. Си викам, не може бе цело време да е до тренерите, значи мора да остане, дајте му шанса пошто со Артета тоа се деси. Сака да го бркаат. Остај, дај му шанса. Секате до тренерите. Ја на тоа сум. Секате до тренерот. Држи вода и ова. Треба да знаеш кога да им збориш на тие идиоти. Не може брат. Се слагам и после бев највише на филм доаѓа друг срамота. Пошто немоеш ти не ти дава резултати таа игра и упорно немој мајстор. Ама добро, они си таму имаш суета. Он доаѓа со 3-5-2 она лудечка формација што премиер лига, мислам дека освен Сари што има освоен или Конте со таква формација, никој друг нема ни дотакнато. И сега доаѓаат и коментатори викаат, абе онако добро ја установи, стварно нема да изгуби, на него брат му куца. Не, види. Он е најак. Ја мислам дека е легит и приказано дека ако седи тренер 5 години, евентуално ќе стане добар тим. Тоа исто мислам дека е така, ама иди чекај го 5 години. Па на Артета му продава 5 години, што там. Ама тоа го зборам стално да пошто ме нервира дека и навијачи на Арсенал има Артета аут. 100% не Артета аут, ви тврдам што пратам од блиску тимот. Кога дојде Артета, тимот со Емери беше не знам со кој тим да го споредам, значи катастрофа. Мене тој тренер ми е врв. Не лош беше тимот, ама дали мислиш брат дека ама за упомали клуб. Пошто ја го мислам тоа дека моментално таа беше малку друга ера. Моментално у фудбал у премиер лига конкретно брат. Првите 10 екипи имаат тим. Апсолутно. Да дое Енрике у било од кој тој тим ќе биде топ 3. У Манчестер, топ 3 не знам, ама било според мен. Чекај, правиме муабет пример и рандом Њукасл да ги наследи Енрике ќе биде у топ 3. Да. Знаеш што ми е дека може да е легит муабет. Знаеш само што ми е мене у однос на овие муабети стално. Еве ќе дојде Енрике така, ама Енрике до сега не водел премиер лигашки клуб, така. И многу е друго ти да го водиш ПСЖ, кај што играш, ти на пример сега играм ја у недела, играм 20 бода сум напред терам и играм со Оксер и ја можам да искочам со втор тим. И да играм после со сите освежени да ми играат у Лига Шампиони. Управо си за ова. Сега кој играше со цел втор тим? Симеоне играше у Шпанија, така цел втор тим играше. И до крај ќе играте цел втор тим. Значи си се одлучува, а ти не можеш ваму се бориш на сите фронтови и играш со Сандерленд. Како да ти кажам? Не можеш да одмараш никој. И затоа сметам дека можда треба да дојде да го видиме, да го пробаме у премиер лига. Така е. Ама еве не можам да зборам за други тимови, ама у Челси многу пати се установило тоа. Кој беше лош, не знам, Лампард, доаѓа Тухел, се менува тимот. Да. У минута, секогаш било така. Овој сега се свиѓа брат новиот? Не брат. Не знам како со сила, како за ината го донесоа така го. Добро почнаве, 6 од 6 беше, 5 од 6 брат, беше. Тоа беше исто налет од на Мареска екипата. Па да, и Кери Коли. Мареска беше одличен тренер, супер беше. Мареска, ама Мареска си отиде брат, не доби отказ. Тоа е проблемот, да. Мислам дека ќе смени Гвардиола сега нешто има го вајда. Им го фатија договорот и мислам дека тоа се деси. Да, ама и не беше тоа толку проблемот колку што ти си тренер што носи 2 титули у екипа што била лоша 5 години поред. Бара играчи не му ги даваат брат. Тоа многу е проблем. Тоа што стана бизнис више многу клуб. Челси е официјално можеби и како се викаше фидер клуб. Да. Си знакупија еден тон фудбалери, никако не може да го состави. Само деца купуваат за профит. Михајло Мудрик, го памтите тоа име? Да, бе, Арсенал требаше да иде у последна секунда. 100 милиони. Точно булет, брат. У последна секунда. Гарначо го купија за 50 милки, човече. Да. Абе, брат, ти Олисе не ќе ја плата да му дадат, место Олисе го зема Нето, Гарначо, Гитенс, катастрофа. Имаш дупло поголема плата да му ги тие играчи. И сега со Юнайтед кој игра напред Делап, Нето и Естевао, па после го смени Гарначо. Брат, кажи ми, дали постои полош фронт 3 од Делап,
Гарначо и Педро А си Нето. потрошил 2 милиарди у претходните Да. 2 сезони, 3 колку се. Тој најскуп што ти беше сака у Реал. Енцо, да. Да, тој беше 130. И го казнуваш против Сити кога треба да играат. Леле каква, леле Абе, ајде. каква. И после Юнайтед ме кај си простивме. Ири после го нека изигра до крај или не? Страшно. Луда екипа, брат. Не збориме за Челси, да имаше следна утакмица Чекај, за коментирање. рековме ПСЖ се драма. Тоа Да, беше да, да, заклучокот они на се- оваа утакмица. Утакмицата и оваа е битна. Атлетико Атлетико Барса, да, ја Барса беше драма, брат. Крвопролење. Драма беше. Литро крв пер капита. Ич неќам вака да зборам, ама као стварно луѓето што ме знаат им кажав дека си убеден бев дека ќе пројде Атлетико Мадрид. Како убеден бев дека ќе пројде. Пошто Симеоне знаев дека ќе го Пред двете утакмици или пред да играат, пред двете, пред Да, двомечот уопште, не откако беше првата, не, као знаев дека Симеоне ќе го надигран, дека ќе го чека, ќе го чека, ќе го Фер, чека фер. и ќе го изигра како што треба, пошто Симеоне е не му го сакам фудбалот што го игра, ама е мангуп, реално. Крал, Манго, крал. манго. Мене, ја и Кира и ги тепаше 4-0. брр. Артета која игра така вика дека е терорист. Па да, ама сега ќе играат Така. еден против друг, за тоа живеам, ја Кој да знае знаеш. што ќе биде. Не, ама кој знае. Атлетико не играат терористички со Барса, морам да признам. И Ама Добар фудбал ама игра, ака многу брат. тепаат, брат. Многу добар Беа и фудбал игра. тепани. Беа. Чекај, дајте да видиме резултатов за головите. Сакам оваа утакмица да ја збориме, зашто реално беше драма. Па интересно. Адемола Лукман го пратеше од Лестер у Фулам, од Како Фулам. не, како не, Аталанта. Дај да правиме мојавет на овој звер малце. А Лукман кога дојде у Атлетико, ја го зборев со Кирова и со сите други што пратат фудбал, како може вогу креативен и добар играч да отиде во Атлетико, што ќе прави он? Да, Не ќе умре на клупа или ќе има 0-0 асистенции голови. Зверов не му утнет утакмица. Да бе, да, па му одговара веројатно да играат малце пошто игра малце подефанзивно и се отвара простор. Да бе, сака една шанса да има. Да, и ја користи и тоа е тоа. Мене многу ми е чудно што Много добар него трансфер. бара премиер лига шиве као. Ама он беше Па не, ама не му идеше вај до премиер лига. Па може и тоа да е, да, гледаш. Зашто тој некад си не има одговара мука фудбал. со и у Аталанта се пожалија за тоа Гасперини која беше уште кој го зема Звере, 5 утакмици, после тоа Аха, 5 со утакмици конзистентност, во Нема неј. Аталанта беше многу добар бе, брат. Да, ама имаше и која беше и он им го освои Премиер лига финалето. не беше добар. Он им го освои финалето со Байер Леверкузен, ако памтите. Да, памтам. Он немаше играно 5 утакмици пред тоа, фул 90 минути. И Мгм. тоа е моментот со него, као дали Джа или Бу, влагу Атлетико, ја озбилно на резултати кога ќе го отворам гол асистенција. Да бе, одлично. Тоа Така е, Атлетико така е. ни Гризман Колку го години направи. има Лукман? Копиле бе 25-6 ги има. Не е копили, брат. 25 мислам Не дека сум е сигурен, да можно е да е така нешто Така е, 25-6 да е, да. 25-6 ги има. Чекај, Абе да брат за фудбалски, ајде Кире вади телефон. Види Google, Ајде пушти да видиме. можно е да има 25-6, па добро бе, Колку созрева и сега може Ама Кога Ја мислам се дека врати има у малце Премиер лига. поише, може да сте управо. Не, за таа екипа, ти да дојдеш од реално треторазредни екипи, рака на 28. срце. 28, Да, добро, да, сега да. у најзрели години за фудбал, реално. Го има Пикот, доста у време. пикот. Ја памтам дека у Премиер лига го isмејава едно време дека беше лош. Да, ама Лестер, добро, У Фулам беше Фулам лош. реално кој е у моментов као не дека толку Фулам, може да на Кире се. му се Фулам многу омилена екипа. Не, ги сакам се супер, ама не можеш некој да одвоиш као леле, кој знае колку е добар. Вилсон. Добро, да. Толку, тука би застанал. Не Да. ќе да се врам паметен. И Воби. Па се заебам. Или има Арсеналовац. тубава екипа, Кажи ама ми за Лукман се издвои стварно тука. Многу. сигурно ја пратеше драмата, Ламин Јамал, прајање муабет ќе ви ја вртам, оние Леброн Джеймс. Да, некие. да. Што ќе кажеш за детало? Па ме нервираат мене такви работи, брат. Јас сум секогаш да бидеш што знам, најбитно е да бидеш спортски тип, брат, и да не се замараш. Сега разбирам дека е ново време и Инстаграм и едно друго, сакам да се бави со фудбал и да игра најдобро што знае, брат, да Не, не се. ти правам конкретно за фудбал да што играм. А он што го игра фудбал? Да. Не, како не, нема збор, брат, за неговиот квалитет. Мене ми е, јас сум анти-Барса. Ја мислев за оние ствари не што се А, не, препуцаваа тоа- за такви не, тоа- работи. Добро, се ја доаѓам од ерата кај што мене Роналдо ме инспирираше, така да прајање паметен му е него магнум опус. Правиме муабет за и Роналдо кога се правеше паметен веќе имаше златна лопта Лига шампиони. Дете го има 18 години и вика таа реплика ме воодушеви. Све што правеше претходно не ми се допаѓаше. Он вика: "Не сметам дека на мене паѓа теретот да ја свртам утакмицата, ама нема да ми смета ако падне на мене теретот да ја свртам утакмицата." Реално на 18 години таква реченица да испукаш, мангу. Да. Не ги сакам каталунци. И на него беше теретот.
И на него беше терет. Да. И дае гол Ама прво. тоа што го зборевме, уште е многу млад и уште го немат, мислам дека после со тек на време како стареат фудбалерите, дека се поише сметам, искуство си искуство, да, ама многу е подруго као дете кога играш, као многу поослободен си Без некако ланц. главата, Така. А вака многу поголема одговорност, знаат дека ти си легендата на клубот, знаат дека ти си еден од најдобрите, и кога старееш све поише притисок осеќаш и сега на тебе е како ќе се избори со тоа. Ајде да правиме мојот моцен на тема утакмицава. Многу крв се iscури, Ружери крвареше, Фермин Лопес крвареше, утакмицата беше со поништени голови. Ви викам ја се тепа, брат. Мене ми беше, ќе правиме после мојот за Реал Баерн, не се секирајте. Мене до Реал Баерн ова ми беше као вау, најбоља утакмица Лига шампиони година. Добра. Ја ќе давам еден hot take, мене ова ми беше болje од Реал Баерн. Абе, бег. Стварно? Таму. Болje ми беше, брат, многу беше напета утакмица. Да бе, зависи што сакаш да гледаш. Многу беше Легите напета. скроз. И Атлетико, иако изгубија, има шанси да испаднат, ама не играа повлечен фудбал most of the time. На крај играа веќе, кога беше очигледно дека треба да само да го зачува резултатот. Ама играа добар фудбал и на почеток. Да, Да, не знам да, зашто гол- беа андердогс, која имаат многу квалитетен тим и многу квалитетен тренер, како Да, брат. многу И ја дури Чудно ми очекував е они да играат после 2-0. се, ама фаворитите. ама не можеш да ги речеш увек, ќе ги пројдат онака Абе, рутински. не дека е 90-10, ама не би рекол ни 60-40, би рекол 70-30. Па сега сум за андердогот, и као знае, Не, некако исто, мисли исто, дека нема Ама спор. пази ти после 2-0 на Камп Nou, доаѓаат тука и Диего Симеоне вика офсайдот Диего Симеоне вика офсайд замката на Барселона со нас нема да работи пошто ние нема да напаѓаме. И ја очекувам тука, брат, да имаш затворено 15 души позади, Барса да не припари. да. Атлетико доаѓаат и играат офанзивен фудбал. За чудо. За А чудо. не сме навигнати на таа. Играа многу добро И тоа такмица. пази прима 2 гола и се враќаат, што е многу Ја кога примеа тешко. 2 гола реков. Да, исто Крај, мислам. крај, Тоа си викам, падна без разлика 5:0 што се. ќе Да. бидат. Така и јас си мислам. И Да. се вратија и остана врв. Барса до 30 секунди има две шанси. Да, За гол, буквално. сакаш? Да. Супер тргна, одлично Тоа само тргна. на шпанскиот фудбал се дешава. Дерби јако, паника невидена и кога сме гледале Ел Класико на времето со Роналдо, Меси, Бел и тие. Најбољи дерби има Шпанија. Да, ама најбољи првите дерби. минути, знаеш колку Најбољи. глупости си имаат дешава? Да. Ама и тоа ги прави добри утакмиците, бре. Апсолутно, да. Па тоа мене ме нервира у новиот фудбал, што многу има тактизирање, многу има поштовање. Мене тоа ми го прави интерес. Да, Да. можда. Ќе ти раскажам и зашо. Сега ги пројдовме уствари Барса и Атлетико, не ги пројдовме уствари. Кулминацијата на Барса Атлетико која е од нашиот муабет до сега? Атлетико пројдова. Не Да. пројдова Барселона. Атлетико пројдоа, што е многу добро. Ете, Тони рекол дека ќе поминат. Ние рековме дека се most likely underdog да Стварно изненади. ние го зборевме тоа. Кога ги гледавме Да. четвртфиналниве двомечи, си викаме ако некој треба да изненади, тоа е Атлетико. Да. И дури тонот на нашиот муабет не беше како треба да изненади, туку ќе изненади. Ги спомнавме Хулиан Алварес, мене што ми е Врв. школа фудбала, страшен врв. доктор. Антуан Гризман му е задња сезона, бато, Да. Кине и он. Некако, вака скришно ќе ти кажам на тебе, јас за нив навијам да освојат Лига шампиони. Навивај си, брат, нема. Така? Ете си навивали за Барса. И ја би сакал да освои искрено Атлетико, многу приказна ми се. Ни навиѓа Атлетико ни се фаворити. Не знам зашто, мислам дека и тебе, ако случајно испаднат Арсенал Атлетико, 100%. ќе ти биде мило да 100%, земат. ако испаднат, да, 100%, да. Немам Многу зашто се. да навивам за ПСЖ или за Бајерн Мюнхен, као многу бољи причам и Атлетико Мадрид, реално. Да, има и носталгија и све има, многу има у таа Така да прича. трочата сме сега на оваа страна на наш древот. Така е. Затоа гледај сега има прича и Арсенал да освои титула, а сите го мрзат Не, Арсенал и ќе сега. чекај. Не за Лига шампиони, зборам за Премиер Лига. За сите- Цел свет е против Ја Арсенал. двете титули сакам да ги освојат. Ако мене ме прашаш, ако ја треба да изберам, Добро, ти си двете добар, ти си титули добар треба да човек, ги брат, освојат. Не, затоа. искрено мислам, не зарад нешто друго. И играчите што се таму го заслужуваат тоа. Ќе дојаме на ред. Завршивме на тема Атлетико Барселона. Се ајде следната Ајде, најака следната утакмица тема. of all time. Да, Најдобрата да, утакмица да. ever. Како ја доживеаш, што ти осеќаш? Како ја доживев, не ја гледав, брат, гледав хайлайтс. Беше на представа?
Не гледав Арсенал. Ау, леле, да бе брат, ја го заборев во овој момент. Вака седам и гледам Спортинг и сега ајде да не ти ги отворам пораките, Атанас вака ми пишува на секој гол ми пишува, многу ми е жал за тебе. Многу ми е жал брат што не ја гледаш. Многу ми е жал. Као ќе дадат гол брат, многу ми е криво. Дали сте вие нормални бе брат? Да. Како? Ама еве јас сум за Юнајтед истото ми се случувало кај што играле пата Лига шампиони со некое друго овакво. Јас сум си фан на мултипренос, ама ако немало мултипренос ќе го уклучам на друг компјутер ќе видам ти не знаеш што си пропуштил бе. Видов после, да, многу. Не, оваа такмица не трени да гледаш од после, ова се гледа само лајв. Лајв се гледа и да ти е интересно. Енергијата брат, да. Или пак да не знаеш како завршила па да ја гледаш. Епитом на Лига шампиони, мислам дека неверојатно така. Да. Какви голови, Олисе на крај голот задниот. Како беше? Првиот го даде Гюлер од пола терен. Така почна. Да. И после од слободен да е. После имаше у 5-та минута корнер. Корнери, да, тапин имаше. Реално Павлович да неа допреќе влезеше у гол. Да. Баш на директен гол и после отвори утакмица. Првите 10 страшно. Да. 3-3 беше на полувреме или нешто? 2 како беше? Така нешто. 3-2 беше на полувреме за Минхен. Но дека за реално ствари беше 3-2. И јас се надевав дека ќе заврши X и дека кога ќе ми заврши Арсенал ќе можам да си гледам продолжетци и дава гол. После и тоа е тоа. Леле, кога паднав му депресија, ние цела екипа собрани кај мене ја гледаме утакмицава и чекаме продолжетци. Така нема боље да гледаш продолжетци и на крај пенали. Најбоље. Ама не навиеш за ниеден од тие два. Апсолутно. Иначе ако навијам не. Не ќе. Паѓа црвениот на Камавинга и мене мрак на очи ми. Си викам судија, а не беше ни судијата свесен што преизгледа. Не беше, да. Најаката утакмица ни ја скрати за пола сат. Да. Олисе ти прави филма? Многу ми е и они Диа сезонава и Кейн која е таа навална тројка. Страшна тројка. Кој си страшна? Гнабри е на клупа. Ленард Карл е на клупа. И он е на клупа. Мусијала е на клупа. Мусијала е на клупа, човеч. А некако Джексон е на клуп. Некако ми се покомплетен тим Бајерн Минхен од покомплетен сак. Не знам како звучи ова, ама у однос на после со ПСЖ. Така. Да, некако, ама мислам дека ќе го тепа на искуство Енрике компани. Не знам зашто. Некако мислам дека на искуство ќе го иначе Енрике ќе добие? Дека Енрике ќе добие. Јес имаме тема. Да, вака да ги гледам како имиња некако пофаворити ми се Бајерн Минхен, не знам. Можно е да се слагам со тебе на темава. Мене виджа уствари ме натера да ги погледнам Бајер малку подетално и да сконтам колку се добри, пошто ја малце ги имав подценето, ама сега со Реал втора утакмица се покажа компани дека му треба уште малку искуство за многу лесно да отвори ваква утакмица. Да, паника се осети, нема збор за тоа. Така да Енрике тука може да го добие, ама тоа што викаш, мислам дека на искуство ќе го екипата на Пошто на пример лани кога гледајќи го ПСЖ со Арсенал на пример исто го добија Енрике на искуство го добија Артета. Затоа што един прв пат у сезоната ги гледав ПСЖ у Лига шампиони да играат на тој начин некако. Како скрос игра аутофона што го играат, ама им се сплатеше. Многу имаат зверки напред, не е фермалци тоа не е ни еве ги спомна Диас, Олисе и Кейн. Они влезени се у системот. Овие ти се кога што зборевме и за Дуе, диви таленти. Дај му топка и ќе напред. Дуе Баркола не може место да не само тоа, Дембеле, еве со Ливерпул него зборевме доволно, Дембеле исклучи у 2 минути. Да. Го немаше цела утакмица, ликот исклучува 2 минути, бам крај на муавет, чао. Да. Мене затоа ми се страшни они. Немаат они толку Енрике не е тактички толку стратешки да речеме како што би правил Артета, како што би правиле премиер лигашки тренери. Ама им дава слобода. Да се искажат креативно, што е многу битно. Тоа го имам гледано на една анализа за Енрике конкретно, дека желбата му е моментална со тимовите што ги прави, пошто он века некое време играва кај со шпанскиот тим кога го водеше позиционлес фудбал. Као играчите да не бидат фиксирани на позиција и тоа се дешава ствари. Колку лесно ги ротира он Дуе, Дембеле, Баркола и Корешкели е невидено. Не знаеш кој од кај ќе улета, кој од кај трча, сите се пребрзи, сите се. Дај ми ги 15 минути ја да им бидам тренер да видам ја како ќе се справам со тие брат. Какви имиња ова не со Атана зборевме на тема. Он е од old heads, кај што викал дека фудбалот пред 15 години бил, пред 20 години бил далеку поквалитетен од сега. Еве сега ги споминјам имиња, мене ми е нереално овие сите играчи да ги имаш у еден тим.
Да. И Бајерн и ПСЖ, јас затоа едва чекам утакмица. Порано мислам дека беше Малку е поубав страшно. фудбал, односно тоа беше поубав фудбал за око, некако по-органски се играше. Сега како и у секој спорт, според мене мислам дека не знам како да опишам. Многу отиде нутриционизам. Мислам не дека е тоа сега, ама Да. све дата, статистика, едно друго, ништо не се остава на ај ќе видиме како ќе биде ај како ќе му Роналдиньо колку ќе издрибла, не. Ама мене тоа ми се свија. Јас сум фан на бројки. Доро, ти си таков тип на човек и сакаш тоа те интересира, да. Да, ама и квалитетот не е лош. Каков лош, Не е лош, далеку не од е лош, лош, само не. се има нијанси се многу упрашање, не се као порано имаш 2-3 звезди кај што знаеш дека другиве тешко дека ќе може да му припарат. Сега Тоа е сите се разликата. многу добри. Сите се многу добри. Сите се многу добри. И Сите треба се виш кој не е професионалци. будала момце да се издвои. Да. Сега на пример у ова Да. време не знам како ќе звучам за луѓе што гледаат пратат фудбал одамна, ама ја мислам дека у ова време да го ставиш Марадона да игра со неговиот лајфстайл ќе се изгуби за 10 утакмици. Мислам, не знам. Апсолутно е. Некои што пратат фудбал одамна ќе речат Види, дека будала што со- збори онеле така Со е. лајфстајлот да, ама со мајндсетот не. Со мајндсетот не, така е. Ама не живеело ну период кај што те гледаат милиарди на телевизија, луѓе, кај што имаш толкав притисок. Тука не се И слагам. искача еднаш у весник негде нешто и толку. Брат, Трент има Само повеќе тука не се утакмици слагам. изиграно од Марадона. Нема, више, само брат, тука не више се кога ги слагам. спомнав играчи. Мислам дека во секој аспект популарноста порано била поголема од сега, баш Ама не зборам за притисокот, не за популарноста. За ама и притисокот што притисокот имаш. Пошто ако исто, утнеш исто. тогаш пас или нешто, ќе се збори мало на ќе се збори, ќе пишува Тие што негде биле у на весник, стадион. тие што биле на стадион и ама тие на што гледале на стадион, телевизија, на ама стадион е не- најбитно бе брат. Според мене. ама да Брат, седиш дома у милиарда ера на гледаат. телефони и да отвараш и да скролаш и да те Тоа е на плюкаат нив, брат. милиарда луѓе. Он може да не скрола. Ама Како е? може да не скрола и тоа е еден совршен свет, ама ти да си подален не би скролал. Ја мислам дека најдобрите не скролаат брат. А уживај си. Мислам дека Уживај Кейн си. не скрола брат. Ја Кейн мислам не дека и да скрола. не скролаш, другар ќе ти пише SMS, Така ќе е. ти прати нешто, ќе Така е. знаеш што пишуваат за тебе, девојка ти. Така е, скроз е така. И влага у глава, брат, Гарначо. Зашо е Гарначо у Челси? Брат Гарначо Заради е TikTok, ја ќе ти кажам. Многу различни времиња Гарначо живееме, е не можеш да многу споредуваш. низок профил на играч брат. Затоа игра у Челси. Значи ја мислам дека ликови као Кейн, као не знам, кој може да земе Дембеле Ама брат. добро, ке не пред пензија исто, не Не, мој. ке па пред Че- пензија. Да, Сара- ако гледаш Левандовски, не, ама Јас леле Кейн ми е сезонава е луд. звере, не викам не, ама он Да, е брат. по-стар ков на Сениор е, фудбалер, да. не е како Ама мислам дека на него не Винисиус му како- влие ништо такво. Ако скролне може ќе зирне што се дешава. Ама имаш ти фудбалери Гарначо се кара на Твитер бре. Да би им враќа бе. лудак. Тоа е више low life. Да би бре. им враќа бе, брат. Тоа е- или Ама Диало на кој му врати на него и као доста бе stay humble као нешто. Ама на Ти те- некој пак на фудбалска фан, паца. на да. фан, А, не на фан, као stay humble. Тоа не треба да се дешава бре. Немање што Брка е прање, работа, да. викам ја тоа. Буквално тоа ми е терминот. Ама стручен. види, тоа е светот у кој што живееме и затоа мислам дека сега е многу поголем притисокот. Тврдам дека е поголем притисокот Може, у однос не? на у однос на Тоа многу си изложен на критики, многу, константно си многу. Сега, знаеш кога ќе речат, абе многу пари зимаат, за тие пари да бе дама човек си на крајот. Да од бе да, денот. ќе попуштиш. А дали па ти мислиш дека они се пред епизода го правев мојот, мислиш дека се толку финансиски едуцирани да знаат тие пари на нив што им значат? Не, тоа се агенти, фамилија Да. и менаџери какви Се надевам дека се доволно паметни за да платат некој паметен да им ги води стварите. Најверојатно, Да. ама не дека он сега зима за кој изборевме, ете, за букаја 300.000 неделно и на него сега треба лесно да игра фудбал, така треба Не. да се препороди после секоја утакмица и 3 гола да ти врти, брат. Да. Нема везе тоа. Тоа е Така е, лимитот така е. човечки. Ама Така да ете тоа е мојот unpopular opinion. дека Дека со неговиот лајфстайл Марадона сега во ова време не би не би мрднал. издржал. Не. Да, ај со замисли- лајфстајлот нема. Еве, не дефинитивно, мора ни да се дефинитивно. враќаме толку времето. Јап стамна му застане на Марадона. У здрави дани. У Премиер лига. Или на оној Дион Уейтер со Стоук Сити да му се појави. У здрави дани. И да игра 60 утакмици со сите спремни да трчаат околу. На тоа. Грани Джака у Сандерленд да му. Да. Знаеш што ќе му направи, брат? У болница ќе го прати. Да. Ама нема подценување. Нема какво подценување за легендата, подценување. Само си правиме муавет која би го ставиле, не можеш нормално е дека не можеш да ги споредуваш тоа време со сега. Он своевремено Да. бил доволно интелигентен да се снајде да биде најдобар на свет и Точно, доволно талентиран. Точно. Така да
тоа е и муабетот и за Аморим. И мислам дека една од работите е да си интелигентен, да се снајдеш во ситуацијата. Сега тие фудбалери ги имаш у Юнайтед, тој ти е тимот, тој ти е составот, не можеш да си тврдоглав, ќе си еднаш, два пати, три пати, пет пати, мораш да почнеш да се снаоѓаш да го користиш тоа што го имаш, ресурсите што ги имаш. А ако не се снајдеш, онда чао. Нема, пак беше таму и муката со не ми зимаат играчи што ги сака, проблемот беше и ете, го зборевме тоа, он сака да биде менаџер, не коуч, не да ги учи. Да, кој знае што се дешава, што ние не знаеме, сега си правиме муаве, таму нешто 15 се дешава, така да. Али сега Юнайтед се топ за прв пат после 7-8 години, ми е окей да го упалам. Одлично се, да, Кери ги среди, мислам ги остои да играат. Што бе ги среди еден шут против Челси има и ја тепа утакмицата на шашма, еве рука на срце да не се лаже. Ја тепа на шашма, Да, ама не се тепа, лаже, така, не, 3 така, бода. да, Со тоа е Челси тоа. не можеш да не тепаш, брат, така да. Ај сега ти, а кога дојде Росеньор првите 5 утакмици ги тепа и се, ај сега ќе видиш брат Лига шампиони лагано. Брат, не можеш да знаеш. Тебе ти Не можеш на прва утакмица, Мислам ама дека ќе го сменат многу скоро. нема го Росеньор? смена, тоа е најлошо. Нема како бе, нема го Нема сменат. Кој ќе зема? Било кој освен него, Знаеш кој е тебе фаворит? нека те земат мајсторе. А бре, нема да Знаеш го кој е смена. фаворит? Кој? Диего Симеоне. Не. Не прати нешто преска? Абе, сега зборато ни Симеоне, Алварес, ке дојде овој, ке дојде Меси, пиар брат, за малце да ги смират газдиве, пошто има сега протести против газдите на Челси. Пиар. Него мења Росеньор 100%. Супер. Фикс. Супер. Топ, А нешто имаат и бан следна сезона за трансфер или не пројде? Не, тоа е со ИФС. Ако бричнат уште еднаш, ако направат грешка, тогаш ќе се активира бана. Значи, Добро, само Сити се заштитени таму. Сите Да, може да стварно бидат ги казнети и Сити се... чека. Да, сите Да. ќе ги чекаме уште 5-6 Ги години. чекаме здравје, па ќе ги казнат 20.000 евра и ќе заврши. Да, она удирање по рука еднаш. Лош. Да. Али- Bad boy. Уште Можеме да збориме за вашите тимови да Челси нема спас, тоа е тоа. Чекај да ја Не, заокружиме. не е така едноставно, не се предавај ти така одма, брат. Нема спас. Бе. Абе нема спаси, ја ќе ти кажам. Ги гледам многу години, Пета, ме знае Вижа, у најлоши дани сум викал ќе ги тепаме Барса. Тоа е факт. Тоа е факт. Сега брат После Абрамович малце со да. Барли ми е страв. Па да, знам у кој стадиум ти е клубот, сум бил 100 пати таму, Е, да, така да, знаеш, јасно ми е. да. Да. Јасно ми е. Чекај да ја заокружиме Баерн и Реал. Реално интересите работи малци ги припавме. Најбољи утакмица сезонава Лига шампиони Да, без дефинитивно. дискусија. Да. Арно ама заради нашиот гостин, затоа што е стварно фаца, ќе идеме на неговата утакмица и ќе правиме Што ќе муавет збориме на за мојата таа тема. утакмица, малце. мајсторе? Абе има зборење во утакмица, остај. Ја ги гледав двете по малце, Аха. почнав сакав да правам hate watch, што не ми успеа. Да. Ама брат, искрено Спортинг има шанси. Има поготово првата, И има мене многу шанси. изненади. Рајак, да, две. И вторава има на крај нешто нели каде да гол за малце. Да, ама беше, знаеш како цело утакмица има две шанси. Да, Една да, да, статива или таму поред статива како беше Ето тој. Сарт удри статива. Од Арсенал. Еден имаше нешто ја нафрлија па од страна шутна. Да. Тоа. Така, и толку. Ама мене Куарезма и Араухо, двата бека и двете утакмици многу ми се свија. Да, не, имаат они Точни супер, бекови. многу ми се Повтори. свија. супер играчи. Не, само они двајца оставија впечаток, реално. Топ изигра. Сега да, иначе уназад утакмиците што ги гледал, на пример со Бодо утакмицата повратната искина сите. Да, Мене ми искинува го сите. сите. Ја бев спремен да тетовирам За Бодо видим. сакаш? Да. Сите сакавме Сите Бодо да биде, сакавме. да, реално. Пошуваа прича. Преубава прича беше и стварно, ама таа 5-0 Спортинг беше школа фудбала, ба тоа го Да, немам видено да, тако. да. Ни ги окереш кога беше таму не се десило таква чудо. Да. Ги скина. Гледаш и новиот и овој Суарес им дават по 30-40 години. Да, Нешто до овој клубот. Суарес. Тоа е. Нешто до Но- клубот. новиот. Кои да стават по Еве, 50 дај голова. кажи ти Почињеме на тема да ќе зборим. како ти се свија тебе Арсенал, Многу мислиш досадна ми беше дека- утакмицата. Втора, првата не ми беше толку досадна. Втората Да, ми имаше ствари првата. втората ми беше многу досадна, ама мислам дека му паметно изигра Артета и А, дека да- си изигра кој што може, кој што треба да изигра. Абе па едно голче ја не пробаа да Па знаеш како ја гледав утакмицата, сега на домашен терен си, они губат као они треба да нападнат, никој ништо не прави. Да, не беа нешто многу загреани, ама у втора уклучија. Уклучи, ама знаеш, дури ми беше чудно си викам, 70 сега ќе нападнат, се штедеа сега ќе нападнат, не у 80 сега. Ништо. Ништо Мојот има една впечаток- шанса, не сакај ти на крај Таму толку. текла Да. на Ресија играш. Мојот впечаток на Спортинг на оваа утакмица, на првата беа малку боле, да си играше 800 минути, немаше го да. Не, ништо Пошто- ништо. Ама многу боле беа првата се утакмица. гледаше на моменти го нема тоа на брат искуство на некои фудбалери што се многу подобри од нив, како класа боле фудбалер. Примаш топка еден ти протрчува, не мога да ја пасат.
Да. Не може да направи акција така со таква Се игра. осеќаш дека нема. Така да, иако е 0-0, иако претходната беше 0-0 со гол на крај на Арсенал, 93-та, да. ја имаа контролата Арсенал секако. Да, сигурно. Мислам, види да примеа гол Арсенал, пак мислам дека немаше да испаднат и да примеа Раја да примеше таму, пошто ќе беше скроз друга и утакмицата на Емирец. Да. Ќе беше потешко, ама мислам дека ќе пројде Арсенал секако, без разлика на тоа што сега се у криза. Следнава ќе биде многу интересна. Искрено мислам дека ќе пројде Арсенал, ама не го кажувам ова навијачки. Обично ако мислам дека нема да пројде, ќе кажам дека мислам дека нема да пројде, ама мислам дека мора да признам една работа што мене ми се допаѓа контра од фудбалска убајна. Арнама ја тепа 1-0 у Лисабон е 2 и Артета пак си го игра неговиот фудбал. Може реално да не се лажем. Фул капацитет Арсенал на овој тим му дава 4 гола мижеечки. на Спортинг? Да. Ама онака тврдам. Ама пак е тоа, гледаш, пак е у подсвеста имаме утакмица со Сити сега. Да. И тоа е разликата. Не можеш на Башка да играш. имаат и они некои проблеми. Не игра Тимбер, не игра Сака. Одегар цела сезона не играше. Тимбер како не фали. Мадуеке, брат. Ништо. Мадуеке ми е многу чуден играч, пошто е многу добар играч. Талентиран е И многу, кога ама ќе дое моментот да се даде гол, нема. и игра една-две утакмици, наредните 5 катастрофа е. Да. Гарначо има Мадуеке. Ете ти. Не, Мадуеке за Гарначо е И Мал, брат. извини бе. Јамал. И- И ја Извини, бе. мислам. Озбилно, ја бре. мислам. Шо? Озбилно. Шо? Гарначо, мислам дека Да. дури како се вика и Мадуеки малце поприлично поинтелигентен е овој, малце и нема тоа ум нема мајстор. збор. Тука Не, Не нема. саш биде талентиран ако си глуп. Да. Тука нема, не те закачам, факт. Мадуеке мислам дека само паничи пред гол за да даде гол. Иначе играта до стигање пред гол му е Супер Супер. дрибла, све. Мадуеке ти е ама некоја верзија од Олис, која Жервиньо. Олис имал 14 години. Да. Сигурно си гледал тие како рековме, Мадуеке ти е Мишел Олис на Жервињовци. Така би го кажал. Така би го Тие кажал. се, Жервиньо не видегно исто дека беше дрибла и кога ќе дојде паника. катастрофа, мајстор. Маруан Шамак. Ете ти го името. Леле, Ете ти го гледај какви името. трауми имам јас од детство, мајсторе. Сум гледал фудбал со Маруан Шамак. Омилен фудбалер ми бил Никлас Бентнер како Шамак дете. се тоа фризучето. Мислам дека мене до ден денес Николас Бентнер. Лорд Бентнер. Петар Лордот. Крауч, Николас Бентнер и имаш уште еден лудак шпиц, што тука треба да влезе у комбинација, трите шпица да бидат Бентнер, Крауч, имаш уште еден. И Енди Керол, не. Енди, браво. Така е, ама Не, така. бе, Тие брат. тројци, тоа е шпиц, 50 тоа е мојот фронт 3. Пази, имам гледано фудбал со позади игра Скилачи, Силвестре, Кошелниот беше Тоа звер, беше, да. Мустафи, Шкодран. Шкодран Мустафи, Шкодран Давид Луис Мустафи. која беше најлош, Сократис, значи што имам пројдено? Гипс. Гипс, да, Гипс. лево, да. Чеки би имаш уште лудаци. Абе, Во не средина играше Колашинец? Денилсон играше. Колашинец Колашинец беше машина. Тогаш тие Олкот беше Не, Гранит Джака беше капитан. Джака беше. Чекај да видиме жребот. Многу си знавре. Оваа епизода може 4 сати да трае лагано. Да, ја затеравме баја ги, ја? Не, добри сме. Не ми бегај. Не бегам тука. Еве го жребот. Да. ПСЖ Баерн, финале пред Ја финале. типувам на Баерн, мајсторе, не знам зашто. И ја исто. Мислам дека е Баерн. Јас сакам да продадат Баерн, иако Енрике многу го сакам, не ги сакам ПСЖ. Па, Така значи да- тоа викам, мислам дека ќе го преложи Енрике и дека ќе го тепа, ама типувам сакам да биде Баерн. Ако Значи, ти мириса на ПСЖ. мене ми мириса на така? ПСЖ, ама да, лошо се изразив. Типувам на ПСЖ, не типувам на Баерн, ама мислам дека не знам, ќе видиме. Јас сум гаен француски, ја многу сакам ПСЖ да освојат пак куп шампиони, многу би ми било филм, ама Баерн исто и Реал заради Кристијано ми се она софт екипа и реков Баерн ќе иде дале, така да уште си седам на истото. Мада мислам дека ова што потенцијално може да го гледаме у полуфинале ќе биде најголем фудбал годинава. Многу ќе биде Офанзивно, интересно, да, сигурно, најбоље. сигурно. Добра, многу добра текма ќе биде ова. Едва ја чекаме сите, мислам нека. Баерн или ПСЖ? Кажувај. Последно морам. За кој навијаш? Последно. Не, кој иде дале? Не, сакам да иде дале ПСЖ ако се Не, пречи. кој иде дале? Баерн. Баерн. Кире? Кој иде дале? Да. Значи не навијачки. Не навијачки. ПСЖ. ПСЖ? Ти викаш ПСЖ. ПСЖ. 2:1. Ја и Тони викаме Баерн. Ти викаш ПСЖ. А Мислам сакам дека Баерн. ќе да мислам победи. дека ќе ги добијат на средина и затоа ќе пројдат.
дека ќе им да добијат средината, дека тука ќе на биде. ПСЖ језива, Жоао Језива е. На Бајерн е језива, почна да игра, па А не знам. Кими го е брат. Леле стварно и Павлович кине брат, не е нормално. Кими- Не, ова ќе биде Кимик со Реал изигра. Павлович, ова ќе биде 10-0, најскуп брат. Бускетс. најскупата утакмица ever played ќе биде, значи ова net worth на играчите Така? моментален на Така е, трансфермаркт, тоа ќе преако. биде најскупата утакмица некад изиграна и мислам дека е преку милијарда. А пази, и двата тима пазарат многу паметно. Да, Никој не и- купува звезди на 100 и кусур милиона. Не, Да, пазари брат, паметно, вади- а има највисок нет. Од академија Ленард Кал и Мусијала, а овие мангупија го вадат Жоао Невеш. Да, да. Жоао Невеш, извини, Заире Емреј и Дуе. И дуе брат. Извини, молим те. Да. Кај си ти у Юнайтед, бе? Многу паметно купуваат, поготово ПСЖ периодов. Онака ги таргетираат играчите Баркола како го извадија сваки час. Па се Мене тој ми ослободија е- од Ембапе и компанија и Да. им тргна. Кога е тешко тоа го прифатам. А Арсенал, Атлетико исто мислам дека ќе биде многу интересна утакмица. Сигурно ќе Пошто биде е интересно. пак и двете утакмици се сличен фудбал. Ајде го, не е сличен фудбал. Горе Не. е напад, доле од Само да кажам, одбрана. горните екипи и долните екипи. Не Ајде, гуваат сличен фудбал. Арсенал го тепаше Атлетико кога 3-4-0, кога ги тепа У група. у група, Да. да. Мислам Да. у лига фаза како Не, се вика 4-1 се. мислам дека беше. 4-1 беше? Молина да еден гол, ако добро се сеќавам. Не. Не, на Не, нула нула беше, беше, на нула нула беше. 3-0 беше. беше. да, Со управо. Бајерн ја помеша, 3-1 ги тепа Бајерн. Да, на контра, леле Гноер кој испеа брат на Мартинели Да, кој го ости Мартинели на го, пола да, терен, да, леле да управо. Да, си. Мадуекета е гол таму, вашиот. И првиот Димбер од корнер го да. Така да ги Таа беше тепа. 0, ама сега мислам дека е друга прича, друг Атлетико. Скрос. Атлетико не беше тогаш истиот. Многу е кренат, Да. така да мислам не е ни навијачки ова, Атлетико се многу сериозна екипа моментов. И кренати се малку и на играчи и Малку, го многу среди јаки. тимот. Не, сега си Симеоне. подигнаа форма пред крај, така да не ама исто не е навијачки, мислам дека ќе пројде Арсенал. Ама еве Арсенал се упад голем форма, Атлетико се ураст. Тоа не иде вечно брат. Тоа мора да се смени некаде. Ја мислам дека Па, тука се менја. Првата на у гости ако тепа Арсенал може да се крене и за у Чекај, лига гости после се за. првата? Па пошто завршија прво и второ тие ќе А, завршат, да. играат цело време првата у гости, втората дома. Тоа е боле за Арсенал. Апсолутно да, втората е на Емирец. Таму јас би прифатил и 0-0 да е таму. Ја мислам дека иста прича ќе биде. Арсенал да се потрудат у Мадрид први да дадат гол и гасење. Да. Крај, чао Да, пријатно. да. Се враќа ли некој Тимбер сака? Тим и И двајцата. двајцата И се двајцата, враќаат, Тимбери сака, да. Сад коло 2 од Други дупки имаат некој? Не, толку. Одегар се Сака, врати. не знам колку ќе игра, ама мислам колку И Мерино, добро ама ќе Мерино е цела сезона, мислам пола сезона е више. преквалитет. Да, он е многу битен за нема кој да смени, гледаш ја Зуби Менди паѓа Осмица, десетка. Лаган. деветка. 9. Све игра. И јас ги гледам Арсенал у финале, без оглед на тоа што Атлетико ги срушија Барселона, и Алварес, и Сорлот, и Баена, и сите што кинат, и Гризман, и кој беше сега Тимов Дуи кај тебе? Јорента. Леле, да, и Врв. Симеоне мали игра кине. И Мусо Да. изигра многу добро брат. Свати све. Сакам Арсенал да играат финале. Језда Атлетико ми се оноа затоа што Гризман ми е топ 5 играчи of all time и сакам да има куп шампиони на име. Да, и Арсенал. мене ми се симпатичен клуб Атлетико скроз. И Што ако ќе биде ако утакмица? ако 0-0-1-0, таква некоја шема. не мора значи. Така Не мора може да значи. испалат, да Скроз, биде да, 4-3 пошто некоја. сите мислат дека ќе биде таква, мислам дека скроз може да има, не знам, поимам 6 гола вкупно. Не Дај Боже. не мислам дека 100% со сигурност ќе се бранат и едните и другите. Поимам, ќе видиме. Колку сме сигурни? Ти си субјективен затоа што си. Да, не можам сега јас да, не можам. 80-20. Дека ќе Биде пројде дај Арсенал. да. Уф, не, 60-40, не сум 60-40? да, не сум 80-20, не. Јас сум 80-20. До толку мислиш Да. дека е? Заради види, ние прошлиот рил и прошлата епизода на Симеоне му се клањавме стварно. Човекот е доктор. Ама Арсенал не можам да поверувам дека и ова би го прокоцкале. Едноставно се исполирани, ги изиграа утакмиците, не беа убави за гледање и све тоа уред, арно, ама можеби заради моите прогнози сакам да терам до крај. Арсенал игра финале, според мене, еве,
80% како што реков, 80-20. Да, и плюс забораваме дека како се вика падот на формата на Арсенал е последниве месец-два. У претходните 6 месеци игра многу во фудбал и не може да ги тепа никој ни у Европа ни у Премиер лига беше тешко. Па не изгубија, уште нема изгубено. Чао, пријатно. Има многу квалитетни играчи, не мислам дека така лесно ќе биде, ќе видиме. Ќе видиме за мојот клуб, ќе видиме, се надевам дека ќе ми победи клубот. Чекај уште еднаш жребот само да го видиме, да се понашаме као веќе да прошле Арсенал и Баерн у финале. Тоа е мојата прогноза за финале. Таму што мојата, да. Не знам појма, нема една утакмица. Се надевам дека ќе биде Арсенал. Овака, објективно. Баерн се страшно. Не знам, вака кладионичарски, вака коефициент. Те па више еднаш Баерн. Ги тепа, да, ама друга прича е, скроз ќе биде друга прича, пошто прво таму игра на Емирейтс, беа у групна фаза, лига фаза, тогаш Баерн ја немаше оваа форма што ја има сега. Не, почеток на сезона ништо не значи. Ништо. Па и ПСЖ така е срден, најверојатно и ПСЖ ќе освојат мамица. Така да не се знае, појма немам. Нека се пласира Арсенал у финале, па ќе се молиме да Арсенал, Атлетико, реалистично ми е пенали, брат. Мислиш пенали? 0-0-0-0 или 0-0-1-1, нешто така ќе бидело. Јас сега ми двете полуфинални да идат на пенали, веќе ми е рулет, така да ја таму имам искрен X да дам, не знам кој ќе поменам. Врскане. Појма немам, ја мислам. Симпатиите ми се према Атлетико. Мислам дека Арсенал ќе видам, ќе видим. Ама Арсенал па колку и да не ги сакам, колку и да губат, барем играат стандарден фудбал, така да. Немам ни отворено на интернет да видам кој е фаворит. Појма немам. Ја немам. Појма немам. Дури пред некој епизода кој секогаш спомнав, нека ти 0-0-0-1 ти осваја Лига на шампиони, така да. Апсолутно, ама тоа го игра и Арсенал, ја мислам, види, ова ќе биде, дај ми камера, дај ми кадар. Ова мора да го кажам. Јас искрено мислам дека овие 0-0-1-0 осваја титули, Арсенал една титула осваја, најверојатно и двете. Тоа е мојот тек. Тргнеме од кадар. Се надевам дека овој кадар ќе биде искористен на крајот на после 30 мај како види шубал погоди. Дај Боже. Како спид. Така видели спид дека ги погоди сите пред 4 месеци гајал човек оно ќе ти го пратам. А знаеш мене што ми исклучи со Бајле, брат? Ајде. Лик на 15 август 2025, брат, пред да почне сезона Премиер лига. Вика на подкаст 8 души, брат, зборат кој ќе испадне, сите викаат лоши екипи и ликов вика Wolves, Барнли, Тотенхем. Нема шанси, озбилно. Навијач на Арсенал или е неутрален? Не видам, не знам. Дали е као заебанција кажано или е као... Не, он беше мртов сериозен. Овие му се дереа шути вика 100% испаѓа. Тотенхем лани беа 17 100% испаѓа. Ви се верува дека ми е жал за Тотенхем? И мене. Мене. Јаме друга. Мене ми е интересно, брат. Негов, значи преблизок човек во нашиот живот што навие за Тотенхем до пред две утакмици на секој првас му викаме сега гледаме дека испаѓаат. Мука ми е, брат. Да. Абе јас сакам бе да си има Норт Лондон дерби да си го гледам. Чекајте, вака, ако можеш да ги спасиш сезонот Тотенхем, ќе ги спасиш? Да не испаднат, ако ти одлучуваш. Не. Толку е само, нема дали Арсенал осваја, не осваја, само ти одлучуваш дали ќе испаднат. Искрено, знаеш, сега до сега викав дека ми е жал, сега вака ми го стои. Не, знаеш зашто? Знаеш зашто? Затоа што сега ми тегнат дека како и вие, што не знам ти дали си, кој што се радува, која беше пред 2 сезони, Сон која промаши 1-1 кој Арсенал ја имаше титулата у раце. Да, со Сити. Со Сити. Да. И Сон промаши 1-1 му ја фаќа, не знам ни дали бранен, кој бранеше тогаш? Ортега, не беше ни Едерсон. Ортега Морено. И се радуваа као цел стадион, Арсенал нема да освои, па нека испаднат. Не се сеќавам. Тоа што на Челси сега се радуваа кога спајаме Тотенхем. Сега и ние се радуваме дека изгубив. Да. Не, ја би ги испаднал, пошто мене ми е колку што ми е јака прича да освои Лестер Премиер лига, исто јака ми е да испадне голем клуб од Премиер лига. Мене само ми беше онака сакам да има Норт Лондон дерби да си гледам, се го си мачкам. Ти Фулам беше. У Карлин Куп. Да, ама друго е со Не, North East или North West кажеш. Па реално моментов Фулам и Тотенхем ако треба ги ставиме на вага, Фулам се дечко школа фудбала. Да, не знам што им се, мислам, претпоставам што им се деси, многу повреди има и све тоа и лош менаџмент и овој го избркаа така, овој што им беше извршниот. Да. Леви. Тој сам си отиде, да, тој им беше као со години он ги влече, мислам, он им не него го плюка, ама испадна дека он бил скроз добар лепак бил на причата, ама
Сега да почнеме тука економија да објаснуваме. Многу пари искешира на стадионот, многу пари искешира на целата инфраструктура што е градеа околу Леви. И Леви во еден момент гаси и искача. Доаѓа нова управа, стадионот е веќе завршен, а дужат пари, уште не им се исплатени сите пари за стадионот. Они ако паднат од втора лига, автоматски не сме да даваат одредена сума над тоа у чемпионшип, не смееш да плаќаш толку играч. А најниско платениот зима 150.000 неделно, се во моментот, рецимо ПВ Матасар. Дејан зима 200 нешто. Па и Лестер го ја да ради тоа исто со договорите додека биле такви цифри. Не се далеку се. Ама добро, на нивната заработувачка и такви се реално. И кој ќе се согласи себе, деки наш боле нека игра у прва лига било кај него да зима 50.000 у чемпионшип, 50.000, 20.000. Кој знае колку ќе им бидат платите тоа. Така да Тотенхем ако стварно испаднат во втора лига ги чека сериозен финансиски колапс. Значи се вратиме на муабетот, сега се купува акции од Тотенхем за ако се спасат. Сега се купуваат акции од Тотенхем така. За ако се спасат после се зезаме ова, не се купува ништо, на дречат после, ме заеба. Ова беше позади камера муавет, ние ќе инвестираме, портфолио отвараме со Тони. Да, зборевме за економски работи. И сега ќе инвестираме у Тотенхем фудбал клуб, затоа што ќе паднат не у втора, у четврта. Ако паднат стварно втора, еве мојот тейк за 5 години у четврта нема да бидат назад у прва. Па да, дека има документарци кои се Сандерленд ќе се деси. Да. Ништо чудно. Чекај, жребот го завршивме? Што се Да, дешава? толку две утакмици има, да. Да. Сега играм игри. Кој ти е тебе? Чекај, пред игри. Кој освоја Лига шампион? Арсенал, мајстор. Арсенал освоја. Кире? ПСЖ? Кажи ПСЖ. Кој е ќе поминат ПСЖ? Ја викам Баерн, Атлетико нека освоја. Сакам Атлетико да освои. Чисто Така? да се разберем. Не, легит сакам Арсенал да освои. Ја Атлетико. Легит сакам Арсенал да освои. Лига поише него куп шампиони, ама нека допаѓа дека старите ривали се со нас. Брат, ама стварно, така беше. Значи, навијачи на Челси ги сакаат Барселона, навијачи на Юнајтед ги сакаат Реал, навијачи на Ливерпул да се живи и здрави. Арно, ама ако треба да се мериме за титула, дали Сити да освои Ливерпул, Юнајтед фанови бираат Арсенал any day. Да. Така да јас сум тој лик. Арсенал for the title. Која ви е поред 14? 14-та ќе биде ако биде. Арсенал 14-та, Форца. Така е. Сега идеме на забавни игри со Тони. Ајде да го видиме. сечеме од нигде никаде да го видиме дали е спремен. И сега завршивме со муабети на тема фудбал, на тема глума, на тема Арсенал. Сега малце да го провериме Тони колку ни е добар у нашата омилена игра, а нашата омилена игра е Footy Tic Tac Toe. Како ќе правиме, имаме 3 грида. Првиот грид ќе бидеш ти против мене и Кире. Добро. Вториот грид ќе биде ти и Кире против мене, а третиот ќе биде ја и ти против Кире. Може. Така да сега ти добиваш. Сега сум ја против вас. Ти си против нас, како Добро. гостин добиваш предност. Бојрум. Што треба да направам сега? Треба, од Интер и Порто или од било кој? Од било кој. X0 играш. Значи, да, X0. А X0 играме. X0 играме. Добро, Интер, Дортмунд, Макитаријан. Поштено. Добиеш. Да. Кире, сакаш ти или сакаш ја? Па и ти бре, да размислам ако треба тука. Затоа што реално Тони ова ја погоди у чело. Јас обично сакам секад да играм у средина, ама некако ова е тежок. Некако не знам. Тежок грид. Јас ќе одам Дортмунд и Ливерпул. Чекај се, дали ќе се избрукам тука неписмен Емре Чан. Да. Така, Емре Чан може. Добар си, Safe добар option, си. yes. Добар си. Јас знам како да играм се X0, ама не знам, не ми текнува фудбалер, како што може да е Порто Ливерпул мајсторе. Порто Ливерпул. И ја, знаеш, имам еден Порто Ливерпул. Чекај, нека се проба Тони, да видиме. Ајде да се пробам вака, дали е Интер и Порто Данило? Не играше у Интер така. Да. Не играше во Чекнуваме Интер. одма тука. Пробај бе, што има. Мислам дека не. Данило не играше во Интер. Не, друг е Интер Порто. Кај ми ги најдовте клубови бе мајсторе. ПСВ. Јас му реков на Даријан да спреми потешки, затоа што Атанас те најави дека ќе знаеш многу. Знавац. Немаше Супер. Нема игра на Интер. Нема. Нема. У Сити играше, увако не. Ајде да пробам, јас сакам Ливерпул и Порто
Не знам зашто мислам дека го имам. Раул Мейрелеш. Да. Па вероvatno. Дали има играно у Порто? Дали има играно у Ливерпул, брат? У Ливерпул има сигурно игра. У Ливерпул 100% играш. Не знам у Порто дали има играно. Види го да не е Бенфика или Спортинг нешто. И Раул, чекај, тој што Мейрелеш десно крило играше, мислам дека Порто Ливерпул. Така? Да? Браво. Ајде. Морам да ве затворам сега ваму. PSV Ливерпул. PSV Ливерпул. Јас го знам. Игра у моментов у Ливерпул, ќе ти олесна мон. У момент, аха, добро бе, да, Гакпо, добро. Гакпо. Гакпо. Зашто идам на постари кога може сега да идам. Така, така. Преако, брат. Уф, и го мислиш дека Диркајт. Чекај сега да видиме. Ама PSV Ливерпул не може. X на PSV. Да, сте го исчето за да не се буниве. Чекај сега да видиме. Леле колку има варијанти. Не бев спремен за ова. PSV Милан. Ван Бастен. Така? Чекај да видиме. Не знам, не сум сигурен. За За Милан знам, ама за PSV. Ван Бастен. Ван Бастен. Ајде, мистер Марко. Не, Ајакс. Ајакс. Не, ништо. Ништо. Тони, изволте. Не знам, ќе го немам потреба, ама за да ги размислам другиве, Милан, Дортмунд, Пулишич. Довиеш. Одма, давај му. Чисто за да го за да ги мислам другиве. Кире, help me out, my guy. Јој. Стварно Дарен ги направил тешки, Многу брат. се тешки, Чекај малце. PSV Интер, Дензел Дамфрис. И јас сакав тоа да го кажам. Да, мислам дека да, Чекај да дека видиме. тоа е тоа. Ај види го, ама PSV играше изгледа. Мислам дека беше PSV. Дензел? PSV. Давај ми го Браво. полет. Давај ми го полет. Добро. Тони, it's you. Како мисля, Интер и Порто, човече. Не можам да најдам бе од таму. По Интер и Порто по правило треба да е поише португалец него италијанец. Па и Милан исто и Порто. Таму може да има некој Некој забавен. Моринјо-еск плеер. Појма немам искрено. Сега пак да направам што ти прави Хајнекен да ми текне. Ајде. Не знам. Не знам, Било што, мора да гајаш нешто. Мора да гаѓам. Да. Охо. Не знам. Не знам, брат. Не знам, не ми доаѓа ништо, ми се укочи мозокот скроз. Ни од околу не можам да претпоставам. Леле, Ќе треба- тропнам нешто. Португалец или холандјанец некој да фати. Порто, Интер. Жао играше у Бенфика. Не е он. PSV Милан сакам да се пробам Хауге од Бодо. Каспер се играше? Хауге. Мислиш дека играше таму? Не сум сигурен за PSV, у Милан 100% играше. Норвежанец е, нема шо мајка да бара у PSV, ама може и отишол у PSV. Како се вика? Каспер Хауге. Како се пишува тоа? H-U-G-E. H-U-G. Хауге. Каспер Хауге? Така? Не? Хауге, ама не е Каспер. Е така, Аустри, да, леле. Каспер Шмајк. Има играно во... За кај го стои? Милан и PSV. Нема играно у PSV. Ништо. Нема ништо заглавивме, терајте на Така мене. заглавивме. На Реми. X. Вие Нема, у не ми текнува ни од прилика, Ни брат. мене. Вие у публика, у коментари ќе ни помогнете со ова, ние направивме утка. Кичма. Да. Кои да Давај. ги наоѓало вие свака час, вика, Даријан, разбираат браво. фудбал, супер. Даријан, браво за ова. Втор грид сте сега вие двајца против мене. Ајде, да те тепаме, брат. Мора една Ајде. победа да имаме, не Ајде. заебавај, брат. Ајде. Ова вака на прва личи полесно. Може јас да Да, ради клубови. Сам Може, може бе, имам може, предност, може, еве може. Барса, Јувентус, Жуао Кансело. Го спомнав. Го спомнав. Ајде. Кој се лево не гледам, Ајакс се горе? Ајакс. Добро.
Дај ми го усредина Барса Јувентус. Жоао Канцел. Добро. Ајде. Вие двајца договарајте се. Па што да играме? Кај да почнеме? Долна може да е најлесна, а? Која? Долнат. Може, да. Бајерн линија. Ајде Бајерн Челси, дај ги брат. Бајерн Челси? Балак. Балак. Джексон ме брат. Джексон. Го заборавме главниот. Николас Джаксон. Уф, окей. Барса, Бајерн Минхен. Кажи го од главниот. Сега ми напрепилја бе брат, кој е главниот? Ајде кажи па. Роберт Левандовски, ова е многу чип брат. Фелипе Кутиньо брат. Браво брат. Тој- Тоа си тука. Тој те чека. Ајде сега видам. Ајде да го затвориме. Ајакс и Барса, многу има. Ибрахимовиќ. Ибра, да. Ова Ибрахимовиќ е сейф бет на сите. Да, бе брат. Ајде заокружете го Барса, Ајакс, Ибрахимовиќ. Тој Марсеј ќе ни прави проблем таму. Да. Чекај сега бе. Реално гледан. Да, бе. Тој иначе. Ја имам интересно име за Бајерн и Марсеј. Ајде. Бајерн ајде. и Марсеј. Луис Густаво. Играл? Провери го. Луис Густаво. Луис Густаво мислам дека играше во Марсеј. А може и да нема играно ни ваму ни таму, таа ги е уште опасно. Бајерн има, Марсеј има. Добро, одма те затвараме. Ова е контент. Одма те затвараме Ајакс Челси Хато. Хато, да. Еј, вие сте Едногласно ги кажуваме овие. Играш од Челси бе брат. Премиер лига немам фрка брат. Немаш фрка. Овие другиве ти викам Марсеј ќе ме утепа. На пример Јуве Марсеј. И сега имаме шанса за победа на Имаме две Ајакс страни. и бре. Марсеј, ама И Јуве Челси имаме. Ако не А да, затвори. и Јуве Челси имаме. Две шанси. Таму е пенал, ако не му текне на видео. Таму е пенал, да. Јас за Челси Јуе ќе речам Турам. Лилијан Турам. Не знам дали има у Челси игра на Турам. Можно е. Ја тие ери пред да го дознам Шевченко не ги знам. Не сум сигурен бе Турам дека играш у Челси. Ја мислам, сега више не сум сигурен. Нема играно у Челси, Челси. ама Има. нема, ама тука има играно Куардадо. Леле. Дечко и Алваро Мората има игра. Мората, брат. Ау, ќе земете вие ме. Ау, бе земавте ви. Готово, да. Добро е, најс. Ништо. 1-0 Тони и Кире. Ајде, сега Сега сме ја и ти против него. Сега ја и ти Јас против сум Кире. сам, да. Да. Ова е задниот грид. Ајде сега, цек, најтешко. Па Сега би сум- требало да е најтешко. сега сум јас прв, а? Ајде, Кире. Шо е ова Champions League на крај? Брат, Да. Селтик Леле Селтик. со Бенфика, брат. Никад, брат. А чекај, шо е она со Champions League на крај? А, играч трофеја? има освоено Шо Лига има Шампиони. Шо има освоено? Аха, Да. Јуве и играч шо има освоено. Добро. Ја го знам. Јуве играч има освоено, Кики Роналдо. Ајде, ба. Добро. Ајакс не е тој обвиосот, знаеш, сега нема освоено Лига Шампиони тој. Ибра. Чекај, стоп. Ајакс. Сегаш у средина Ајакс, Астон Вила до толку лудачки да му влеземе. Јан Мацен. Има Ајакс играно тој? Ај види дали ми игра нуа. Не знам Ајакс дали има играно. Мацен. Многу Мацен е ризично, од- извини, Мацен ти е давам од- Не, предност. бе, од Академија на Челси. На Челси? Па ништо. А он е холандес, така? Чекај да видиме некад да не Може се десило Under нешто. 21 види го. Нема. Нема, добро. Ништо, тука остануваме Добро. Кире. Ќе се Јас вратиме. идам на Јуве и Вила Даглас Коста. Не Даглас Коста, како се Даглас беше? Луис. Даглас Луис, така е. Еве, Јуве и Вила. Ау. Да, и Јуве и вакво и Бенфика мора да го го затвориме. спомнавме 1000 пати. Така е. Кажи го. Кансело? Канцело. Кире. Леле Селтик ги имаме доле, ова е болесно, бе, брат. Селтик. Не ги гајаме овие доле. Ја имам едно кај Селтик, добро. Оу, добро е. Ајакс и Лига Шампиони Хаким Зиеш. Да, го имаш. Леле стварно освои Лига Шампиони сироти. Селтик и Лига Шампиони Хенрик Ларсон. Мислам дека е тој.
И Така. Тоа е, само тоа е. што е главен играч на Селтик беше у тие дани. Повели Кире. Ајакс Вила ке треба да фатам тука, а? Ајакс Вила. Уф. Кој се Ајакс Вила? Не знам. Ти текна? Да. Браво. Го кажа. Зашо навијам јас за Юнайтед? Еј. Го чув. Линделов. Ајде. Линделов, а? Ги има и двете игра да проверам. Мислам дека да. Мислам дека е од Ајакс. Ништо, ова толку брата, како ќе го затвориме сега со Селтик и Ќе Бенфика? симнеме доле, ќе најдеме нешто. Сега да го видиме Ајаксот кај Линделов. Нема игра. Нема играно? Нема. Тргај таму се. Ама го заеба мајсторе. Вика. на фора. Ајакс и Вила. Чекај бе, имаат тие Холанди. Овој бе, ај види го. Ајде. Мален? Дониел Мален? Еј па да. Ај, види го. Чекај бе. Не знам дали има Ајакс. Дониел Мален. Да не е ПСВ. Не го зема од Ајакс. А не од Дортмунд го зема. Од Дортмунд го зема, а претходно кај има играно. Може и да е ПСВ, може и да бладам. Ова ќе биде рил. ПС. Ништо, брат. Ништо нема рил. Лиску беше. Кире? Леле, ова е најтешкото фути тик-тек-то до сега. Да. Не знам брат кога да ставам тука. Ќе ги лупаме до крај бе. Ако Андре Онана. Андре Онана каде? Вила Ајакс? Да. Немој бе, сеј ти да претеруваш бе, брат. Не, тој е белгиец, не проверувај, верувам да да. игра, да, не верувам. Нема да игра. брат кај што е Белгиец. Вила Ајакс е многу интересен. Кои се холанѓани бе у Астон Вила моментално? Ова е некој е заептен за некој. Зналци. Да. Не сме таму ние. Па не знам сега може играл некој пред 20 години. Може и да Не, игра мислам некој. дека не се такви на овие гридови кои ги вадиме. Не Не. се толку стари бе. Ајде вие. А чеј Селтик Ајакс па нема шанси да погоди. Никако. Не, Селтик Астон Вила. Селтик Астон. Селтик Астон Вила, да. Селтик. Скот Мегин. Скот Мегин. Дај ми го Мегин, провери го Мегин. Ако погодиш, частам пиво. Частиш пиво? Да. Скот Мегин. Џон Мегин, леле, Скот. Нема брат. Нема Нема, ништо. нема. Ништо нема пиво, брат. Скот. Ау, јас сум Скот. Ау, рату. Ја не очекував дека го ги бидат тешки. Треба Многу се тешки мајстори. Многу се тешки овие. Селтик и Бенфика, па тоа до утре да седиме нема да А погоди. не знам зашо мислам дека Вила Ајакс е толку обвие, само не ни текне. Да, Можно јас е, мислам можно е, дека можно Вила е, Ајакс е нешто можно многу е. Пошто се очевидно. врзуваме на овие играчи сега, може да е некој од пред 5 сезони што играл у Вила, брат, што е холандјанец. Појма Дека нема. е холандјан. Нишо. Тоа е Реми, брат, нема. Така, Па нема джабе Така? замачи. Реми е брат. Реми, Што до ќе кај мора ќе? дечки вие у коментари да ни помогнете со ова, ние Ама без Google. го натеравме Даријан наш да ни стави потешки гридови и очигледно не сме толку зналци како што мислевме. Фути тик-тек-тоу завршува како уствари ти и Кире ме победивте мене. Да. Да. Така, тоа се деси. Значи јас сум само губитник од вечерва на Фути тик-тек-тоу. Сега ја завршуваме вечерта со омиленото Лига шампиони и не Лига шампиони, FIFA, па може да биде некоја од Тим Лига Лига шампиони шампиони, или да. да. Јас сватив дека последните неколку епизоди сум пречесто со FIFA, така да ги оставам Тони и Кире да се измерат сили, а јас ќе им правам само притисок и ќе им суфлирам. Може. Ајде, може. Може така? Ајде. Сега влагаме FIFA, они ќе се договорат кој што како ќе игра, идеме следно FIFA. Let's Ајде, go. ајде. Продолжуваме со една партија FIFA. Последниве неколку утакмици сватив дека ја пречесто играм, така да сега ќе оставиме Кире да обели образ. Тони свативме дека е доктор. Ќе Не, видим. тоа е мој заклучок. Не е Тони крив, јас сум крив. Идеме. Тони си игра со Арсенал, Кире игра со Атлетико. Ние правиме една симулација на полуфиналните мечеви. Време тече сад, они ќе си мерат сили, а јас ќе ги замарам. Идеме газ. Да, еден Хайнекен плюс. Сега ќе почнам да замарам од страна. Имавме технички проблем и ја обновуваме партијата од понова, ама у првите 5 минути Тони дае страшен гол со Букајо Сака.
На истото место е со Одегард сеа, леде за малце Не, ги не, го не ми даеше попуштај, не сакам да истиот дам, гол, сакам да нема го да си заслужам голот, попуштал. брат. Како попуштај што зборите? Да, тоа беше само така, ајде ти попуштам демек, пошто мислиш дека гол ќе примиш. Ајде сега видиме, може да сањаме дека сега 1-0 за Тони или не? Го Не, пришеме тоа, не? 0-0 е, брат. Е, па ајде бамо Хулиан Алварес, бамо, бато, ајде идемо, газ. Не ќе таму да подам. Ајде, ево го Хулиан, дај гол. Баена, немој. Ево, edge of the box. Како рече Боги, каква превара сте вие? 1-0 водеше Тони на првата симулација. Сега edge of the box води 1-0. Сега е уште бољи, вака ми се свија повеќе. Не, ова намерно беше договорено, на психата фаќаме 1-0 Кире Атлетико. Деме, кој од која страна игра, рестарт. Превара бе, живот. Ете брат, да знаеш како оперираме ние тука. Да знаеш. Ајде сега да видиме Кире, леле Атлетико ги плете брат, ти не. Ете го поставивме прашањето и преска. После шутов, ќе ти го поставиме пак. Најбољи трансфер летово, Хинкапије, си оно. Не, за мене е Езе. Ебере, шо? Езе. Ау, најдобар трансфер. Да. Брат, Езе една утакмица изигра добро. Ако нема везе, најпаметен според мене трансфер. Пошто е многу битен. Значи, Не зборам Мадуеке, само, Мадуеке не. не зборам само за сезонава и за општо и за понатака, треба таков креативец у средина според мене. Мадуеке го Што може да отпишуваме, Мадуеке, така? не. Супер за влезе да смени, ама не. Сега бе, може за дотични Арсенал фанови не е убава изјава, Ама Леандро Тросард ми е топ 2 играчи у тој тим по квалитет и не, по многу техника. одличен е, да. Не знам Мартинели зашто игра пред него. Па не игра, прва полусезона не играше уопште пред Ама него. сега за битни утакмици Па Мартинели е зашто има прв избор. проблеми со повреди, не може да го оправат брат затоа. Леандро? Да. Ха. 100 пати се повреди, влезе го оправува, па паси. Мене ми е страшен задња утакмица за Брайтон дае хетрик против Ливерпул на Енфилд. Таков тип на играч. Да. Таков тип на играч. Леандро Тросард. Добре, да гледа, ама Се сеќаваш од кога ти го зборам? Да, ти одамна го збориш. Ама се слагам за Езе тейкот искрено. Еве ти еден. Еј, Тони бладнат. Тони. Ова од преска што гледав, ова требаше биде го. Требаше. Требаше биде го. Езе сега искрено ми се свигаше со Сити, не знам зашто. Имаше некој добри топки додирани. Мене тоа што ми паѓа највише во очи е дека Езе и Олисе беа споредувани и Езе беше класен. Да. Езе беше Ама не, подобри. скроз различен Не, ама тип на играчи. Ти прамо, не, апсолутно се согласувам, туку ти зборам за како јавното мнение Да, беше беше као на по да. Езе. И одеднаш Олице дој у Миќен и им рече јас сум ти тата лич. Таков му се деси. Наја. Као Кире се. Дали у глава го погоди Раја, брат? Могуче. Ти не знаеш на подкастов какви текови до сега сме имале за Давид Раја. Давид Раја кој бил 4 сантима повисок, ќе примеле Арсенал 6 гола помалку сезона. Да. Озбилно ти го Такви правам. статистики има. Такви статистики има. Многу добар Дека голман. бил Раја. као низок, он е 1,86 така нешто, 1,85 Дечко Спина беше голман на Арсенал, така Ова е да. офсайд, ова е офсайд. Да, 8 километар. Еј, Оспина имаше најбоље шаут. Да. Спина! Ја тоа го памтам и татко ми дури го памти. Ајде да еден ми се. Сакате Мојот тейк со Райс, ова не виждам кажано е дека мислам страшен голман е според мене. Раја. Мислам дека не е доволно тестиран со шутот далеку. Зашо не може да припара да шутне? Да, и тоа е факт. И тоа, не со Бормот не сум сигурен дали е така. Ајде букај од сака бамо еден. Леле. Нема ништо. Нема ништо. Ова ти е edge of the box footy. Коментаторски да влезем сакате? Да ви правам pressure. Кико, што се дешава? Трни ми го микрофонов од тука, еј. Тоа бе. Ај, бро. А го ударно сум станат нешто подобар, не. Довар си. Ајде сега седни си како што сакаш, мислам дека све ти е како што треба. Само ти да ја победиш утакмицава еднаш за нашиот подкаст. Немој! Добро. Деки.
Jackie Rice. Деки рисе. Ама чекај, тоа не има и Басмати. Игра. Гледај ти дај гол. Букајо. Симеоне вака ќе игра, брат, ако води. Да. Да, ќе затвори тук. И крв ќе тече. Еве ти го. 1-1. Бам. Него ја чекаше. Скроз е, дечко. Калафиори. Абе, касно ми ја подаваш тук. Пуцаш се често футбол? Многу играв поише порано, Не, сега немам зборам време. момент со виртуелни фаци. Зборам со екипа. Игравме у короната со Атанас, ама бевме заглавени, не можам да ти опишам колку ќе почне полициски час. Шо се? Чекај Джоко. малце. Зашо Има немаше? кадар на мене. Има кадар на мене. Зашо немаше реакција? Кај рако тука. Кај рако тука да се леле како кола е цару мој. Ау, бато. Добар, не беше лош. Со надворешна? Не. Ама знаеш од кај го дај голов? Од работ на 16-тник. Edge of the box, my guy. И игравме у корона, па не знам, на пример, од ќе почне полициски час од 9 не играме до 3 до 4 саба, или игравме 2 на 2. Као ја и он против светот. Игравме Seasons и бевме заглавени многу долго време, многу игра. Со Атанас бевме скратени зашто играа Македонија со Данска. Иначе требаше некој. Треба некој подкаст да направите да донесеме джойстици и да играме 2 на 2. Не па ја имам дома два джойстика. Имам и јас. Собираме договори на столе 5 пенали, со Атанас треба 6 на 6, ти 2 на 2 да ми викнеш двојка, мене и Кире со те. Опа, чекај, стоп. Упали братот наш. Ја више не ми помага. А добар е Джокер на FIFA. Па, очигледно е. Ама зашто ја знаеш? Добар, 40 гола. Нема да дадоа сигнатура. Има некои копчиња за тоа. Не му го за ставија. маската. Нема. За маска. Не прегледувај голови, брате, ама. Да, ова е Не мислам дека сакате, брат, иначе не ги прегледувам. Спето, но, да. Мислам дека сакате ради. Спето, но. Иначе скроз за светско го правиме. Играме FIFA. Да, и тоа 2 на 2 ќе доеме Атанас, навежбајте се, пошто сме незгодни многу. Не ме чекај вака, леле со кој си имаш. Верувај ми. Ти не си видел. Сега позади камери ќе нам ја уште една, па ќе им пишеме на Инстаграм како поминал. Не, бе, како нога му ја подаваш? Еј. Кој беше овој? I was Billy Самалц, Мартинели. Мартинели промаши? Мартинели. Не. Леле, колку си јам смеено на тоа. Тоа е добро видео. И на оној што почнува да пее. Кире. Чекај, не се дери, бе. Ми се допаѓа неговиот победнички менталитет. Ја реце кој мене, бе? Не, твојот. А, Он е лаба. Не, нема да се штега некја победи. Нема да лист. Сигурно човек што игра FIFA мора да сега да победи, бре. Чекај. Види како игра смело, како Диего Симеоне да му е тука на увца. Од долу изва. Од низко. Ајде, Одегат. Абе Сорлот стај го место Виргин. Како ова дека без звук играме преако? Не е точно. Онака- Лаже, Тони лаже. Аха, има така, таму има дека Се шалам, да. Да, точно. Иначе нели мега окорд, а джойстикот ќе ти свирне. Топката осегаш Да. меко кога Да, е. джойстикот ќе ти пушти сега некој звук, пример ако искочи надвор и ако треба да свири судија, ќе ти свирне джойстик. кој? Аха. Не. Не, на гол, на гол на гол, да. си, да. Ево, и на измеру. Овој игра FIFA. Ја зезнав на крај. He played the game before. Брат, кажа дека им играме 7 утакмици у сезона. I Тоа understand, многу- на него букајо, брат, леле. Тоа беше многу одамна. Иначе- Тогаш бев стварно многу добар. Стварно бев многу добар. Тој Голот игра што го даде сега Тони, у првата симулација го даде истиот гол. Буквално истиот гол. Ти речат во коментари ги научил Може. баговите. Може да го оставиме. Може да го оставиме. Гледај колку е умрен Одегар, ништо морам Мерино да влезе. Мерино? Па немам езе брат, ми ги нема. Марайно. Аустри, да. Ги нема за мените. Штет. Кире. Кини.
I understand it now. I understand. Кире, давај ми голови, брат. Значи не може сите утакмици со гостиве ги изгубивме, ќе мислат дека им ги даваме намерно, бе, брат. Види што прави, брат. Немој. Брат, како да ставам Еве го, бе, брат, за твој. за 84-ка. Он го има Мадуеке више, бе, брат. Еве го Мадуеке, брат, Ова е за криминално. тебе, дека Ова си е навијач кража. на Челси со Мадуеке ќе игра. Ајде, ајде, Менјам ајде. за 80-ка, 75-ка ставам, брат. Све е ово лаж, немаме лайф форм, да знаете затоа Кире не добива. Ајде упразно. Триаголник, Кире, Брат. не можеше порано, требаше, брат, не. Брат, порано нема топка. Точно. 3-3 продолжец. 3-3 продолжец. Тони 3-3 продолжец. Може. Ја местим утакмица, ајде, попуш, попуш. Видиме што прави, немој. Зашто не падна голманов? Беше искусен. Офсет? Нема не. Ајде, Офсайд. старецот Коке нека влезе. Ајде, Кире. Колку Ајде, години Кире. има Кокеве стварно, колку време игра фудбал. 34. Цел живот е у Атлетико? Да. Многу поштам, нема више такви фудбалери. Да, бе, стварно. Брат, Коке источе го гледам. напред, друже, што правиш? Као Спортинг Лисабон играат овие Атлетико. Па затоа ги кереш. Добро, јас сецна. Иш. Мора малце X, не мора све триаголни, па. Леле, види го Тони, леле, Тони знае што прави. Еве го Мадуеке, брат. Тони знае што прави, бато, леле, ќе треба со мене да игра, бе, брат, дај ќе преснимиме да го скине. Се шал, не сум толку добар, Тони знае. Тони знае. Ја го Кире го немам тепано никад, така да. Не му се погоди тимот реално. Арсенал? Не, него. А, на Кире? Него не му се погоди, да. Со Атлетико, треш со Челси да си игра. Еј, позади. Полоши се, камерите, пробам жими и тоа, се, Да, бе. могуче да се полоши. Ајде да видиме. Абе, ако реално до сега никој не нема демолирано на подкастов, ти ја имаш првата шанса. На 5-1 гасим. Сега 84, ајде да те видиме. Како на серва Ајде порано. те видиме, ајде те видиме. Дај пети гол. Ајде ако си ја. Ајде бе, брат, Ајде, е. ајде. Дај. Реално? Реално. Ти ме испровоцира, иначе немаше го да. Немаш да дадеш? Ајде шести, дај бе ако си туку ја. Ајде шести дај бе. Ова. Ајде дај да те видиме. Таку мало порано, ау, што ти кажа. Леле мене вака, Леле, брат. Ај пипни го за нос, ај. Како ќе пуда ми го лидеш јас со нога ти со јазик. Леле, од кога. Ајде 6, ајде 6, ајде Тони 6. Карамбол на терен. Деле, тука ме осети дека ќе ја свртам. Леле, FIFA да гледаш и Хайнекен како лизга. Ајде 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ај. Леле, demolition, окей. Треба да смениме пристап на работа тука на Age of the Box. Вие двајца рука дајте си сега. Браво, Чекај, мајстор. чекај. Ме унакази. Дайте ми match facts. Дав гол се понадевав. Али ме реши. Не е убаво вака, брат, на гости дојдов и не е убаво да тепам Не, петера. не, Реално. поштено. Не, ти изигра утакмица. Многу добро Ја и изигран. ти позади камера изгледаш една ќе треба да изиграме. Ќе правиме рестарт. Ау, Кире, заслужен. И ова време и гледаме и статистика, брат. Да. Ова е класично. Имам поише пасеви. Кире. Треба да вежбаме гостивен. Ама и шута кура си гледаш дека Ја се вежбам ја дома почнав да играм, брат, ама ова Ја е сериозен играч, брат. брат. Ова е стварно гази, бе, брат. Играм, мислам сега немам време ичам, а порано играв многу, брат, и не се заборава реално. Не се заборава. Не се заборава. А баш како кога ќе видиш последниве игри FIFA ги прават како истиот геймплеј, само нешто малце менјаат, така да Да. не е нешто многу различно, брат. Класа е веќе. Така. Класа е веќе. Го кереш 10. Леле, Виде. ова му е прва 10 се нава. Прва 10. И тоа беше тоа, дечки, 18-та епизода Age of the Box со Тони Денковски. Ние го препекавме да дојде за еден ден, го договоривме, Атанас ни го препорача. За мене најзабавната епизода до сега. Не мислите другите ова што го кажам, на вистина го мислам ова. Не тепаше у фути тик-тек-тоу, не тепаше у FIFA, знаеш што збори. Тепавме у фути тик. Тепавме, Те така, тепавме, не. уствари така е.
еве искрено ова до сега го немам направено. Ја дури не се договоривме со Атана за Тони Денковски, ни знаев многу и навистина ме импресионираше и како карактер и како човек што се разбира у фудбал и како глумец што си ја врши професијата до највисоко можно ниво. Фала ти многу што дојде. Фала ви на вас, дечки. Со Кире го прашуваме секојаш исто прашање, Како се помина, да. Одлично, убаво и ова ми е као не знам како да кажам, подкастов и стилот на вашиот подкаст ми е нешто што не више сакам да правам, да седам си правам муабет за фудбал, пиво и да играм PlayStation, тоа е тоа. Надвор од мојата професија, така сам да го поминувам слободното време. Тоа е тоа. Така да само продолжете вака и бидете све, работете све поише и поише и дај Боже за 10 години па да седнеме да си правиме муавет. Еј, за 10 години, ја те поминам за месец дена од сега, бе, брат, кај 10 години? Ние ќе се видиме па за месец дена, али за 10 години да седиме во некој студио огромно, да играме FIFA и да ти текнува кога седевме таму во тоа студио. Дали, Кикацот, Кристијано кога освоја европско го викаше ова. Ќе бидеме стари и пијани, негде у кафане, ќе збориме и се сеќавате тогаш и тогаш. Јас сакам да кажам, се сеќавате со Тони кога правевме епизода. Тоа е мојот сон, да знаеш. Така е, фала ви, дечки, супер сте. Се надам дека ти беше удобно, се дружевме. Топ, супер, Ќе ни супер. дојдеш пак, за светско ќе те закачаме пак. Верен фан на Арсенал. Кире? Ништо, фала што дојде. Како фан на Челси, сепак како човек ти ги посакувам двете титули да си ги освоиш. Зашто ние немаме титули за освајање. Да, Така да, така. Така да, ја ти поминав прво, се надевам и ти, се надевам и гледачите ги се поминат прво. Честито за FIFA и тоа е тоа, да. Пред да искочиме од причава, лайк, share and subscribe. Тоа го утињаме многу често. И уште една многу битна работа, сега веќе влегуваме у жижата на Лига Шампиони. Доколку сакате да се дружите со нас, доколку сакате да се дружите со цела екипа што прати фудбал, Лига Шампиони и ваму и таму, еден клик на Heineken MK да видите каде ќе ги гледаме утакмиците, полуфинали и финали Лига Шампиони. За финале најверојатно ќе се дружите и со нас, така да само еден follow, односно како и да ви одговара, отидете на Heineken MK Instagram профилот, да видите каде ќе ги гледаме утакмиците. И тоа е тоа. Се гледаме во наредната. Тони Денковски, епизод 18, Edge of the Box. Чао.